Хеј, Пандамониум радио шоу број 60. Здраво и добре дојавте во уште една епизода на нашиот подкаст. Јас сум Дарко Айрис Креч. Ова до мене е мојот човек Трајче и Activity. Здраво Трајче. Здраво Дарко. Здраво Пандамониум радио екипо. Се надевам дека сте добро. Не ми се верува, ова е последниот пат, наводно последниот пат за сезонава кога ќе го кажеме тоа, кога луѓе ќе го чујат тоа хеј, тој поздрав, тоа интро. И да не бидам погрешно сватен, мило ми е дека е тоа така. Исто и мене, брат, мило ми е дека стигнавме до крајот на втората сезона. Ова е последната епизода од втората сезона на Пандамониум радио шоу. И онака искрено во прав момент со право нешто ќе затвориме, бидејќи имавме многу убав викенд, имавме многу убави дешавки оваа недела, исто како и претходната. Више летото почна, фестивалската сезона почна и некако као прво имам добри ствари да збориме, а као второ више се осеќа дека конкретно мојот распоред и мојот скеџул малце не вади од ритам. Така, нормално. Пак снимаме во четврток и онака сега е прави момент да се заврши за да можам и ја да се фокусирам целосно на летото кое предстои, да завршиме оваа сезона на начинот на кој што ја правевме неколку претходниве 6-7 месеци и истовремено да отидеме на мала пауза, мал одмор, да се мал хиатус. Да се приспособереме заедно двајца и нормално да го искористиме тоа време за поубави и побитни работи за што ќе следат понатака, така? Спремање на трета сезона. Али нормално. Здравје, значи дојавме до крајот на втората сезона, па така и исто како и при крајот на првата, во малце поразличен сетинг и во малце поразличен муд, конкретно почнувајќи од мене, бидејќи тоа што ја завршивме првата сезона на Пандамониум радио шоу, уште беше онака као ковид тајм, уште беше локдаун тајм, уште беше време кога немаше журки. Можам да кажам дека психички бев многу поразличен, брат, тоа бев онака можеби у пикот на не на позитивната енергија, ама претходната година у март онака се имавме дома корона, март, април беше таков период, после мај дое оздравеа сите за среќа и онака некако дое тој период мај кога фати пролета, стаи вакцина и некако се опуштив онака скрос. Да. Бев онака и лани летото бев со многу различен мајндсет. Сега од тоа до сега немам застанато ни со работа, ни со ништо. Со малата пауза која се деси таму крај на август. И можам да ти кажам дека со скрос различен мајндсет, ама пак со онака со среќен, со среќна енергија бидејќи секогаш. Бидејќи завршуваме уште една сезона, брат, кој би рекол дека 60 епизоди имаме снимени во последниве години и пол, 2. Епизода во просек трае некаде околу саат и нешто, саат и 10 минути и е преубаво чувството да го завршиме и овој круг, онака овој циклус, бидејќи долг период е, почнавме во ноември, сега е веќе јули и тоа као почеток на јули, летото е пред нас, кој што кажа Дарко, нашите веќе распореди онака и сите тие schedules, општи планови за летото почнуваат веќе да уште толку поише да се појавува дисбаланс меѓу истите и нормално е да си го земеме тоа време, бидејќи искрено и е заслужено, бидејќи и знаеш тоа што кажа дека заврши во многу добар момент. И тоа ништо од тоа не беше планирано, знам дека имаше моменти кога ги пушнавме епизодите, ама тоа беше од лични причини, тоа не беше за да стигнеме до овде, бидејќи ништо од ова не беше планирано и да имаш ти ваков завршеток, да се дешаваат стварите што се дешаваа претходната недела и да можеме и секоја претходна и да дојдеме да збориме овде, секоја недела за тоа, мислам дека тоа е онака една од најдобрите ствари и као затоа велам дека као 6-та епизода феноменално. Тоа е тоа, брат, пред да почнеме да збориме за ДФест и за изминатиот викенд, морам да кажам дека тоа беше самата поента на создавањето на идејата позади овој подкаст и позади радио емисијата која имавме претходно. Као прво, сакавме да биде музиката на прво место тогаш и сакавме да ја пуштаме музиката што јас не можам да ја пуштам во клуб и што ти не можеш скоро никаде да ја споделиш освен на своите социјални мрежи. А второто беше да збориме за работите кои се дешаваат, да ги најавуваме работите кои ќе се случуваат во иднина и да даваме ретроспективни впечатоци од сите настани, сите моменти, целата музика која слушаме, да збориме за работите за кои што како и да ја збориме ја и ти и нашите другари секојдневно што се вика, али да ги ставиме на камера, да ги ставиме на аудио, за онака за и некој друг човек да може да го чуе и да можеби да се сложи или да не се сложи со нас или да види како ние размислуваме за тие работи. Така да многу ми е мило дека имаме оваа можност да даваме онака
Зборевме за настарт на Тајга, Fusion Festival, зборевме за сите изминати викенди, сите изминати дружби, зборевме за дружбата у Штип прошлата недела, ќе збориме сега за ДФест, другите шавки што не окружуваат. И онака и тоа е поентата на целиот подкаст, уствари за мене лично е да се искажам и може да ти кажам дека после 2 сезони на Пандемониум радио шоу, после цела интеракција која имаме со нашите луѓе на Дискорд, после цела дружба која се случува последниве година дена откако заврши локдаунот, се осеќам многу искажан. Немам скоро ништо не чувам во мене и онака и се е кажано за разлика од еден период претходно пред да фати короната кај што се осеќав многу не доискажан, немав каде да го кажам ова што го збориме тука и со луѓето се гледавме и комунициравме само на подиуми во клубови. Yep. Сите under the influence of something во малце поинаков сетинг, во малце поинакво време, така да се осеќам многу добри и фала ви на сите што не следите и што ни ја поддржувате оваа платформа која ја правиме од срце и од душа и ја правиме и за нас, и за вас, и за целата култура, и за сите кои не окружуваат, и сите кои не сакаат или не сакаат, се едно. Брат, тоа е потекнува од искрено место и мислам дека безкомпромисно идеме кон тоа, ме разбираш дека си ги држиме нашите две страни. Колку и да се на моменти различни, толку се и на повеќе моменти исти онака. И као не знам, тоа е тоа што го прави енергијата, е тоа што го прави искреноста, е тоа што го прави Пандемониум радио да биде тоа што е моментално. Се слагам и се надевам, брат, иначе нормално, извинете, поддржано од луѓето кои што не пратат цело време. Као ништо без нив, ме разбираш дека таа енергија која што ја добиваме од нив, таа љубов која што ја добиваме од нив, тоа признание кое што го добиваме од нив за тоа што го правиме ние, тоа ти само дава поише потик онака за себе, поише и поише да терате и да знаеш дека има причина зошто си овде као. Еве да речеме, јас секојдневно патувам низ целата држава, настапувам во клубови, се гледам со луѓе. Кажи ми ти као се сеќаш еве кога отиде на ДФест, таа љубов и тој recognition што го доби од некој, дали доби као прво и као второ као се осеќаш од ситуациите и моментите кога се види со луѓе што те знаат преку Пандемониум радио. Така. Брат, не знам, никад не сум бил човек кој што се експонирал, никад не сум сакал некое преголемо внимание, као секад сум бил онака under the radar guy. On my own shit. Не сум од оние луѓе кои што се thirsty за внимание или за такво ништо, никад не ми требало. И као доаѓа момент каде што се случуваат на вакви моменти, некогаш и рандоми на улица си има повеќе пати си има, ама humbling experience ми е, као усмислен ми значи премногу дека некој земал онака чекор напред да дојде да те поздрави, да се представи, да се упознаете и да ти каже како се чувствува за тоа што ти го правиш, брат. Тоа е многу добро, ама не го сваќам како его трип, не е како ептен онака humbling down. Многу луѓе ќе ми кажат activity, како ја вака гледам, викам брат трајче се викам. Се тоа ми е чудно, ме разбираш, и на моменти ако се понашам чудно, извинете. Тоа ми е тоа е дека се уште не можам да го isпроцесирам тоа кој што треба и како усмисла никој никогаш не ме викат activity, као тоа е Instagram хендл кој што го имам од 2011 од кога го направив Инстаграмот и останал туку така, као нема некоја позадина конкретна, ме разбираш, ама останало тоа и као it's only right да овде на пример Дарко да каже дека е трајче AKA activity, ама на крајот на денот е трајче AKA activity, не е activity AKA трајче, така да као и тоа и го велам, дури и луѓе као ќе ме погледнат као брат, ама на крајот на денот сум трајче, ме разбираш, као да, не, добро. Таков сум, ја таков сум, на пример, и многу ми беше мило, брат, многу ми беше имаше луѓе од Радовиш кои што дојда се поздравија баш у тој момент кога се видовме ја и ти за прв пат на ДФест неделата кога беше и не знам и саботата и неделата кога луѓе проаѓаа се истото бидејќи плюс од друга страна си со Марса као цело време застануваш со луѓе, се поздравуваш, си правиш муабет, краток муабет, разменуваш енергија и си продолжуваш на тоа ти што имаш наумено. Не знам, убаво чувство е, убаво, ама на крајот на денот е humbling, пошто као не сум го очекувал тоа, не го правам ова за тоа. И некој која ќе која искрено ќе покаже љубов и почитување, не можам освен позитивно да реагирам, као многу убаво топло чувство е тоа, брат. Верувам дека е така, брат. Искрено на страна од сите работи што ги правиме и што луѓето ме препознаваат и ме знаат по различни работи, мене ми е многу мило кога ќе дојдат луѓе, посебно од помалите градови од Македонија, кога ќе ми пристапат и кога ќе ми кажат
Еве са последно беше од Струга, big up до екипата од Струга, као а една слика да направиме за да ја пратиме на Дискорд онака. Тоа е тоа. И тоа е преако чувство брат, дека знаеме дека комуницираме на Дискорд, некој со вистински име, некој со никнейм, некој со слика, некој без слика, ама кога тие луѓе ќе им даеш онака лики персоналити на Јап. уствари само дава уште поголема, уште подобра слика и уште подобра енергија и уште поонака сваќаш уствари дека тоа што го правиме има некакво значење, нема подобро чувство од тоа. Yes sir, без разлика колку и да се луѓето во број, као тоа не е ни битно, као еден да е. Не сме ги гледале бројките, не ги гледаме бројките, Не ни пробуваме да не интересира. зависиме од бројките. И така оваа епизода ќе збориме за многу ствари, као да многу поише лични ствари отколку музика. Морам да кажам, ова го зборев и на крајот на првата, али за мене една од најголемите искуства со работата на Пандамониум радио овие сиве години, две сезони, претходно работа на Инстаграм и слично. Сваќаш дека лајковите на Инстаграм конкретно зборам, дека немаат никакво значење. Никакво. Многу луѓе ги гледаат лајковите, знам дека пунат его и дури и ја и кога не сакам да дозволам, пак ти влијаат на егото, дали позитивно или негативно. Али претходната сезона ме направи онака скроз, да не можам да речам скроз, ама онака 95% не ги вреднувам. Пробувам се помалку да ги вреднувам свесно, пробувам да не ги вреднувам, бидејќи лајкови на Инстаграм, views на YouTube, плейс на Spotify, ако тоа е малку радешно, и сите тие работи, бројките како бројки не значат ништо. Подобре секогаш да има од неколку луѓе кои ќе слушаат музиката, кои ќе не следат заради тоа што го правиме на вистински, Да имаш јадро. Апсолутно. отколку да бркаме лајкови и views на YouTube. Знаеме во денешно време како се добиваат views, иако и среќен сум дека тој тренд и во светот опаѓа. Кај нас среќен сум дека ние сме ни од првите што го направивме така, значи конкретно зборам за она хат-тейк култура и она култура Так. на правење на драма и глупости само за views и за внимание. Уште функционира тоа на социјалните мрежи во поглед на бројки. Никад не сме ни мислам дека- посегнале по тоа. Али мислам дека како поминува времето, онака и тоа веќе стана застарено. Конкретно, не знам дали ја пратиш ситуацијата сега, мислам дека ја пратеше дека Celtics игра финале на Добро. NBA. Дреймонд Грин има свој подкаст, Така? кај што после секој такмица само со webcam збори за утакмицата која што поминал. Имаше момент кај што имаше мал бив со Скип Белес, Стивен А. Смит и цела екипа што работи Така? на ESPN и на FS1 спорт, значи да речеме овие што се традиционални медиуми кои се разбира дека ги гледаат бројките, ги гледаат рейтинзите и работат за плата и се големи корпорации американски кои големи медиуми кои се сигурно работат и само преку бројки, нивните аналитик тимови, нивните маркетинг тимови, нивните CEOs, сите вработени онака, сите надредени сигурно ги гледаат бројките, али мојот беше дека они тоа го прават веќе полого време со таа хат-тейк култура, тоа постојано дискредитирање на кошаркарите, зборење на глупости само за да има поише views, хейтање на Леброн или на некој или на Дураен или за ова или за она. И кај што Вадење треба на реакции. и кај што треба Да. и кај што не треба онака вадење на реакција од луѓето, долго време се хранеа на тоа. Сега мојот на Дреймонд Грин беше we are the new media. Ние не го правиме тоа. Ние не ги Еве сме. фрламе under the bus нашите соиграчи. Збориме за некој кој изигра добро или лошо, да, ама ја анализираме играта за тоа што е. А не Да. збориме глупости само за да добиеме views или поголеми Или за рейтинзи внимание. или внимание. Да, апсолутно. Среќен сум и дека индиректно еве ние вишува да го правиме 2 сезони, сега тоа се случува во Америка, среќен сум и дека ние од старт онака рековме дека ова го правиме за ние да си го кажеме тоа што имаме, не бркаме views, Секогаш. не бркаме реакции, не збориме лошо брат и за некои ствари боле ги игнорираме отколку да ги хейтаме кај нас на Види, подкаст. Посебно за никогаш- работите кои што не обкружуваат, кои се македонски ствари, да збориме трачеви, се надам дека не сме ни збореле. Не, никогаш. Освен некој румор за изданија на албуми во Америка или во странство. И со само да го завршам кругот, онака views никош не ни значеле тоа внимание, никош не сме го бркале и срекни сме дека многу органски луѓето кои сакаат да не слушаат и сакаат да бидат дел од ова наше пошироко комјунити, органски си доаѓаат и си го наоѓаат своето место во него, бидејќи во нашето комјунити има место за сите кои сакаат, кои се дел од културата или сакаат да учествуваат во културата или сакаат да прават нешто, почнувајќи од дружење
и разговарање за музика, дружење со луѓе, разговарање за музика, па се до правење на музика, продуцирање, фотографирање, снимање. Све тоа, брат. Секој во тоа најдобро што знае да го прави и секој во улогата што знае да ја најдобро да има. Конкретно збориме и за Flex, го спомнавме неколку пати втората сезона, човекот кој ни помогна да го застанеме Discord серверот на нозе као и човек што седи на Discord, на страна тоа што е продуцент. Тоа што го има направено за Discordот е нема вредност. Да, и тоа што го прави константно. Така тоа е on a daily basis, така да big up. Тоа е тоа исто кој што нема вредност, брат, не може да се опише со вредност целата естетика која постави Илија Димковски првата сезона. Yes, sir. Исто кој сите дизајни што ги има направено Никсар во текот на Инстаграм водењето и во текот на првата сезона на Пандамониум радио шоу. Значи, нека нема цена тоа, брат. Тоа не може да се плати, не може да се да се претвори во пари, брат, бидејќи тоа што се има направено, сите тоа што Владимир ги одржува плейлистите, тоа што луѓе пишуваат на Дискорд, тоа што да не заборавам некој, брат, тоа што Алекс има сликано, снимано тука. Тоа што Рейджер сега не сликаше тука, као све од тоа, брат. Тоа што ја и ти седиме на каучов 60 недели за ред, ме разбираш, све од тоа. Не можеш да го онака да го претвориш во пари, да го измериш во нешто, во бројки, не, многу е поголемо од тоа, брат. Ако не дое од овде, многу е поголемо. Не може да се претвори во цена тоа, брат. Нема цена тоа. И затоа значењето на Пандамониум и за мене, а и за тебе е огромно, као тука сме да останеме и го сакаме ова, ме разбираш, као I wouldn't change it for the world, не би го сменил за ништо, буквално онака, као не би го никад компромирал, ништо од тоа. Секогаш и always, брат. Искрено, само со чисто срце, брат, за се тоа што го сакаме да збориме. Се надевам, брат, се надам дека така и ќе остане. Втората сезона донесе многу новости во споредба со првата сезона, да направиме мал троубек. Мислам дека и многу луѓе што сега не слушаат и не гледаат се закачија конкретно втората сезона. Апсолутно. Бидејќи кога прво го сменивме форматот, предавме од онлайн емисија во живо, онлайн радио емисија во живо на Mixlr. На Mixlr, шараут од целиот Mixlr генг. Добрите денови. Да. Се трансформиравме, го трансформиравме нашето шоу во подкаст, кој не оди во живо, го снимаме ден претходно. Снимаме аудио, снимаме видео. Имаше многу новости со кои во се соочувавме, предизвици кои ги решававме и до ден денес секојдневно ги решаваме, секој местење на камерчево ние као ајде да провериме 2-3 пати дека не знаеме уште точно што како треба да биде, некојаш ги имаме наместено на криво одбрзање, некојаш имаме утнато со светлото одбрзање, се уште го работиме тоа, го работиме сами јас и ти, онака што се вика со мало помош од време на време од некој друг. И брат, ми искрено ми е мило дека е така. Мило ми е дека сме from the ground up и мило ми е дека ова го снимаме на камерче од 200 евра, што купив пред идам во Египет на одмор и што сакав да го користам таму и за нешто за влогање, за сликање, за заебање. Искочи дека ќе заврши работи за ова. Плюс го користам и за снимање на фудбал кој играме секој понеделник. Така да камерчево си го најде онака примената многу, ама мило ми е дека кога го правиме ова со камерче од 200 евра и сам научив под наводници да едитирам, не е дека кој знае што правам, брат. Уште го правам тоа на iMovie, морам да признам пред сите тука. Трета сезона ќе сменам софтверот, тоа требаше биде втора сезона, ама почнавме многу брзо со активности, со емисии, нема време да се недела за недела, нема време кога, брат. Немаш време кога да го инсталираш и да го научиш другиот програм дека мора да веќе да биде емисијата готова, спремна. Ама рачунам дека луѓе тоа го поддржуваат, тоа сосема окей се, брат, као буквално сме до тој степен искрени кој што искрени као genuine кој што збориме за ствари кои што ги правиме, знаат што се дешава во поголемиот дел од времето, као знаат секоја недела, као веќе има некаков тек на работите и тоа што кажа се десија многу работи, брат. На пример, од Mixlr се префрливме веќе на снимени на pre-recorded видео подкасти, така за да може луѓето да го гледаат и да ја слушнат цела епизода. Тоа даде шанса да можеме да направиме и ние некаков тек на емисијата, да направиме некаков рекеп на почеток, да имаме некое интро кое што луѓе веќе го препознаваат, тоа легендарното хеј на Дарко, и као сите тие моменти мислам дека се створија сега, иако хеј постоеше и лани. Не беше тоа што е годинава, разбираш, веќе е као установено, веќе е зациментирано и забетонирано и тука е да остане.
and I wouldn't change it for the world. Као трета сезона идеме со хеј брат, со ништо Добро, друго. Да, може. И од друга страна, што ти велам, као правиме промени, секогаш се трудиме да останеме на тоа нашето што е. И тоа е, знаат луѓе дека е ова from the ground up, знаат дека е do it yourself све, дека е секоја недела дека е борба и со од технички аспекти, од schedules, од све, као да не борба конкретно, ама као на крајот на денот е тука сме за да го направиме тоа, као we make the extra step за се да биде кој што треба. Сакаме да го правиме ова. И мислам дека и као таа енергија и на пример втора сезона така почнаа многу работи и мислам дека се поише има онака engagement со луѓето кои што не слушаат и тоа на пример уште толку поише и нас не храни за да идеме понатаму. Брат, мора слободно го споменавме, ама мора да споменам уште еднаш Discord серверот е онака нешто што се случи во средина на втората сезона и искрено ме препороди брат. Тоа се деси онака целиот change од тоа што ствари се врати на момент што го зборевме на Mixlr, кај што секојдневно имавме еднаш нервна комуникација со луѓето од чат. Тој момент се врати секојдневно, се преточи на многу канали на нашиот Discord сервер со луѓе со кои што и се гледаме во живо, но и со луѓе со кои не се гледаме многу често во живо. Со голем дел од нив веќе си имаме видено, тоа е најдобрата ствар. Значи, ама тоа е се после Discord, така? Да, апсолутно. Да. Голем дел од луѓето не ги ни знаев пред Дискордот, ме разбираш. А тоа беше пред неколку месеци само. Тоа беше пред 2,5 месеци, 3. Не би требало да има поише. Да. Април? Мај. Не, на април мислам дека беше така нешто. Да. Така да Тоа е убаво. Мислам дека можеме да се сложиме дека тоа е хайлайтот се слагам скроз на втора сезона. Скроз. Втора сезона Pandemonium радио шоу, хайлайт на цела сезона, не е ниту една епизода. Да. Тука е отварањето на Discord серверот, кое што мислам дека беше многу битно и за нас, а и за луѓето кои што не пратат. Не знам по кој пат ова го зборам, ама безрезервно, со чист ум онака и со љубов само, као и не можеш тоа да не го возвратиш, брат. Као тука сме за нив и тие тука за нас, муабет, бистрење, мислење, онака оштрење, све тоа, брат. Ме разбираш, се тоа го прави да биде многу добро, брат. Интеракцијата on a daily basis, као тебе ти дава тоа ти дава шанса да направиш муабет со некого кој што може и да го знаеш, може и да не го знаеш и да се пошегуваш, да заебаваш и да можеш да направиш многу интересен муабет, да споделиш музика која што не си мислел дека може да пројде на друг у друга клапа. Ме разбираш, као ти дава шанса да збориш со многу различни луѓе од секој спектар, од секоја годиште и да најдеш некоја заедничка средина помеѓу можеби 18 годишник и 25 годишник. Брат, што се дешава со луѓето, имаме млади луѓе што се онаки 15 годишни, брат. 14. Да. Дигам до Quickter или не знам кој беше најмладиот член. Да, Quickter, да. Најмладиот член од Discord каналот. Така да, тоа ти велам. Мислам дека и доколку би ги прашале луѓето, ќе ги прашаме секако. Кој е хайлайтот? Еве, пишете ни во коментари кој е за вас хайлайтот на пример оваа сезона. Многу ме интересира и во поглед на подкастот и на епизодите, а и во погледот на све тоа што имаме направено настрана, као интеракција, муабет, дружба некоја ако си имате само што и да е. Мислам дека тоа е енкапсулира, не се само видеава, туку и свет друго што правиме. Се слагам, брат. Искрено не сум задоволен од плейлистите како ги занемаривме на некој начин. Шараут на нашиот човек Владимир кој ги одржува се уште. Мислам дека не им даваме доволно шајн. Онака не и се надам дека тоа ќе се смени во третата сезона и летово можеби, летово не, ама да. Третата сезона сигурно. И сакаме малце и Инстаграмот да го појачаме бидејќи првата идеја на Pandemonium радио беше да биде као Инстаграм блог или Инстаграм како се вика Инстаграм страна за Инстаграм пејдж за поврзано со музика, апсолутно. Инстаграм медиум да биде, да. И така и почна, мислам дека као ептен брат, ја не пишувавме премногу текстови. Ако сте овде во втора сезона, ве молам вратете се назад и да отидете во прва, ќе видите една драстична промена на бои и тогаш знаете дека сте во другиот дел на Pandemonium, каде што и јас и Дарко и други луѓе кои што тогаш беа дел од сето тоа, бидејќи доколку и денес некој сака, може тоа да го направи во било кој даден момент. Да. Ама тогаш бевме поише осврнати онака и пишувавме текстови, пишувавме албум reviews,
anniversaries на легендарни албуми, зборевме за први импресии на нови проекти, на стари проекти, 5 години од ова, 5 години од она, камбекс, све тоа, значењето на некои албуми, кои ја имам пишано многу долги текстови кои што искрено не ни мислев дека тоа можам да ги напишам, се деси да ги напишам, конкретно зборам за 5 години од Блонд и трилогијата на Кендрик Ламар. Така да мислам дека ко Pandemonium радио, не само ко Pandemonium радио шоу, туку ко Pandemonium радио ко колектив, ко медиум, мислам дека има премногу ствари на кои што можеш да се навратиш, бидејќи една од стварите која што сакавме да ја направиме е луѓе и да не упознати во трета и во четврта сезона да може во било кој момент да се вратат наназад и да ги изгледаат стварите, да не бидат приврзани директно со одреден момент. Има такви моменти, нормално сме збореле за Тајга концертот, сме збореле за ова, сме збореле за она, ама темите кои што ги обработувавме во прва сезона, например, имавме една рубрика, би ја нарекол, во за време на шоуто, која што се викаше тема на денот. И таа тема на денот најчесто беше онака тема за која што можеш и години подоцна да се навратиш на неја да ја гледаш. И цело време фокусот ни беше тоа, да не го правиме тоа да биде закачено за време, туку да направиме муабет кој што ќе може да трансцендентира низ времето и ќе може луѓе да се поврзаат или да си го изоштрат нивното мислење за истата работа години подоцна. Затоа мислам дека контентот кој што овде мислам кој што се збори и стварите кои што се кажуваат на шоуво, на ова шоу мислам дека се као баш за тоа дека ќе можеш да се навратиш на ова, зашто да не изгледаш се епизодата за Секси Марс. Да, или епизодите за мене едни од умилените, ако ги смисливме многу ад хок, Origins. Мини серијалот. Во поглед на видео подкастот, мене тие две епизоди мислам дека ми се хайлайтс, бидејќи тоа искочи еден многу добар момент кој што искрено би сакал да продолжи во трета, четврта, дај Боже и понатак, бидејќи сите имаат таа прича, брат. Сите имаат различна прича. Зависи која генерација се зависи од кај доаѓаш. Сите имаат различна приказна, ама сите ја имаат таа приказна и тоа е многу добро. И мислам дека Origins, доколку ги немате гледано, ве уверувам, можеби ќе ви се свиѓаат највеќе од цела сезона, бидејќи тие се малце покарактеристични, каде што ептен влагаме персонално каде што разбудивме многу емоции не само кај нас, туку и кај други луѓе кои што директно или индиректно биле поврзани од тоа, луѓе кои што не би очекувале да бидат спомнати во такво нешто, а ја и Дарко сме го знаеле тоа, барем кај мене имаше таков ефект. Така да мислам дека во поглед, ја би рекол, во поглед на цела година, као Pandemonium радио, Дискордот и креирањето на Дискордот и целата интеракција таму со луѓето кои што не почитуваат, па дури и сите тие евенти кои што ги направивме со Марса, Beat Battle-от, све тоа, мислам дека тоа ми е хайлайт на годината, но во форма на Pandemonium радио шоу и видео подкастот и сите 30 епизоди од втората сезона, мислам дека Origins и мојата и твојата, тие двете заеднички ко целина, тие две ми се омилените. И мислам дека мораше да ги направиме ко две, бидејќи имаше толку многу да се збори што мислам дека и трета можевме да пуштиме и да не прекинеме да збориме. Да, брат, третата требаше да биде од кај што ја и ти се споивме таму почетокот на 2010-2011. Да, здравје, ќе го направиме тоа. И се разбира, брат, тоа што де Секси Марса као единствен гостин оваа сезона не беше планирано воопшто. Идејата беше оваа година да дојдат многу поише гости, тоа го спомнавме меѓу првите епизоди од втората сезона, али техничките услови пред се, времето на снимање на подкастот од Сабајле, у вторник, некој божи ден, е многу тешко да се координираш со луѓе. И мило ни е што Секси Марса беше гостин, успеавме со него да најдеме друг термин за снимање, али искрено желба за третата сезона ми е да вметнеме повеќе гости. Не да се смениме во целосно подкаст кој зависи од гости, во кој гостите се примерен. Воопшто. Туку од време на време да доаѓа некој што ќе има што да каже. Сакаме да викаме луѓе кои вадат проекти. Сакаме да викаме луѓе со кои ќе збориме за одредена работа, за музика, за тоа што го прават во моментот, за музиката која вадат, за културата, што сакаат да ја прошират, каде што припаѓаат. И луѓе кои што го имаат и веќе изодено тој пат, брат.
и некои естаблирани артисти кои што ќе можеме на пример да извлечеме нешто, бидејќи тоа и го зборевме кај секси со Марса, каде што тој веќе го имаше еднаш изодено и ова е втор пат и пак даде онака као некоја паралела на како било претходно за како е сега, кој е све патот за тоа. Мислам дека има луѓе и има доволно и артисти и општо луѓе кои што се околу нас, се дел од културава кои што онака би биле одлични гостини овде во Пандамониум радио шоу. Трета сезона се надевам. Искрено се надевам, брат. Работиме на тоа. Го совладавме предизвикот со снимање, го совладавме предизвикот со закачување на YouTube, спроведување на емисијата на сите канали и мрежи кои што имаме сега и мислам дека следната сезона ќе има повеќе, кога веќе ова ќе стане рутина, а веќе стана после 30 епизоди. Да. Ќе може да се фокусираме на другите работи, бидејќи кога правиш нешто from the ground up, do it yourself, тогаш секој еден детал ти е само повеќе работа и workload. Дефинитивно. Ама после со текот на времето тоа станува рутина. Например, дизајните ги правам јас на Canva. Текстот го пишувам јас, ама сега после timestamps пишувам јас и сега после 30 епизоди или после 60 вкупно, виши тоа ми е. Ако првата недела, ако за 31 епизода ми требале сати нешто за да ги направам, работите сега ги правам за 15 минути. И тоа е добро бидејќи другите 45 минути сега може да се фокусираме на нешто друго. Користиш за друго, апсолутно. Те разбирам, брат. Тоа е тоа. Затоа ти велам, не научи многу онака, а целиот овој грајнд онака со владување на технички проблеми, надменување на истите, не научи многу. Не научи многу и мислам дека као е одлично искуство и за нас, бидејќи се надевам дека е тоа така, се надам дека и вие го мислите тоа, дека сме напреднати од тоа што бевме во поглед и на начинот на како ја водиме емисијава, бидејќи као корот на тоа што сме е задржано. Тоа сум сигурен, тоа го знам, но сакам да видам и growth во тоа што го правиме. Ме разбираш дека и ја и ти мора цело време и нас ни е челендж да бидеме секој пат подобри и подобри, да правиме работи кои мислам да правиме работи да ги соочуваме работите какви што се, да не тера поише музика да слушаме, да збориме за истите работи кои што веќе прошле, кои што биле легендарни, кои што сме ги проживеале, да се навратиме на нив да направиме све тоа на пример онака како сите муабети, многу голем. Тоа не би можел се сеќаш на као јас се сеќавам на 99% од стварите што ги имаме зборено. Мислам дека да. И кога ќе се навратам на нив си викам дали знаеш колку имаме само зборено овде? Брат. Само на каучов овие 30 епизоди. Тоа се скоро плюс минус 35-6 сати. Да. Цело време муабет помеѓу мене и тебе за културата. Многу е, брат. And that's a fit of its own, брат. Никогаш да не се повториш за нешто. Цело време да зборите за тоа што се случува моментално, твојот тейк на сето тоа. Покривање на нова музика. И тоа што е популарно и тоа што не е популарно и тоа луѓе што сакат и што не ќе да чујат. Ама тоа е Пандамониум на крајот на денот, брат. Тоа е Пандамониум. Тоа е. Во сршта е тоа, буквално, као тоа што мислиме ние дека треба да припадне, ќе припадне дефинитивно, ќе падне под таа наша кап. Така е, брат. И на крајот на денот го правиме, како што кажавме, да ние да го кажеме пред се. Апсолутно. А луѓето ако не им се свига може да го скипнат, може да изгасат епизодата. Меѓу другото го користиме за поддршка на нашата сцена. Од секогаш сме биле такви, од секогаш сме биле отворени. МК сцена порасна во ствар која што иако се дешава 2 пати годишно, онака е одлична работа, кој одличен шоукейс за сите нови ствари кои што излегуваат и се надевам дека и во следната сезона се поише и поише ќе имаме на еден начин ќе чувствуваме притисок да ја направиме. Ме разбираш дека има толку многу музика. Би го сакал тоа. Да, точно. Ние од време на време сега си викаме да ја направиме една МК сцена, нема доволно или можеби нешто нема нешто што ни се свига и што мора да го направиме, така да мислам дека МК сцена уште од самиот старт кога почнавме со пишување се појави и тоа меѓу првите албуми знам дека пишувавме тоа за албумот на Куршо, пишував за Бојанка на Young Daddy, пишувавме за Сам дома на Доп куќата, мислам дека беа првите меѓу најпрвите постови, брат. Тоа беше триото, да. На нашиот Инстаграм, така зирнете го и тоа онака, па дури мислам дека и МК сцена пишувавме и најпрвиот пат 2019 кога почнавме, кога Марса го извади марсупилом и
Зборевме и И за писо тоа Марсупила. неколку луѓе пишаа ревју, мислам дека таму застана. Можда тоа дали го објавивме. Тоа беше моментот, да, за тоа е многу наназад, тоа е Пандамониум, онака првиот едишн каде што Дарко pulled the plug on it, бидејќи не беше тоа што го сакаме. Да, ја Не беше тоа што го сакаме. Имавме неколку текста, знам дека зборевме за Aries, зборевме за Schoolboy Q, да, изборевме за Крешток, изборевме за Марса и свативме дека не е тоа начинот на кој што сакаме да го тераме и боле беше да направиме пауза од сето тоа, да се вратиме онака на табла, да ги напишеме стварите што сакаме да ги правиме, да се вратиме посилни и тоа го направивме. И плюс дое корона, брат, и тоа ме заклучи дома 2 месеци и тогаш рековме као добро, мора да се врати сега и више знаевме као треба да изгледа што треба да правиме. Го добив тој повик и тоа е тоа, од тогаш немаме престанат. Да, со мали хиатуси пак, ама тоа е тоа мора да се прави, брат. Нема врска, тоа е нормално. Да. Мислам дека и сега на пример никој нема ни замерува дека ќе не нема X месеци или недели, бидејќи на крајот на денот потребно е, исцрпувачки е и ти треба време за да се вратиш назад за да и ние да направиме една рефлексија на цела сезона, на што све имаме зборено, како го имаме зборено, дали треба нешто да се промени, да се смени. И затоа е на пример многу битно и фидбек која даваат луѓето, затоа постои фидбек каналот на Discord кој што сакам се поише и поише луѓе да го користат, каде што значи многу, онака како еве да се навратам и на тој муабет дека кога и да ме поздравите, прво нешто што ги прашувам луѓе е кажи ми наискрено како ти се свиѓа, ме разбираш, како мене тоа ме интересира. Фала ти што не гледаш, ама кажи ми што мислиш, дај ми нешто без разлика дали е добро или лошо, и ако е лошо, не се срамам да ми го кажеш. Никад не сме биле луѓе кои што сакаат јесмен околу нас. Као ако има нешто, ако има нешто грешка, сакам да ми се укаже тоа, сакам да ми се каже, сакам да ми се сподели мислење без разлика тоа дали е позитивно или негативно. Рационален сум. Сакам да го увидам тоа, ме разбираш, како ми значи. Така да огромна благодарност до сите и ако некад не видите, придете, поздравете се. Не значи премногу тоа и на мене и на Дарко. Као никад не е доволно. Дарко сигурно е многу поише навик на тоа него ли јас. Она не се ни споредува бидејќи човекот од 12 години у рап играва и ко диџеј, ко општо ко персоналити. Ја не се сметам за ништо од тоа бидејќи сум само дел од Пандамониум радио и иако сум овде као ја и ти сме двајцата го правиме Пандамониум, ама Пандамониум го прават и сите други луѓе околу нас, така да кога и да не знам, секој тој рич што ќе го направи луѓе, сакам да го возвратам и ја назад, ме разбираш. Го прашаам како се вика, се поздравувам, мило ми е едно друго други. Познав луѓе и од Радовиш кои што не ги знаев, помали луѓе кои што онака им ги знам постарите, брат, сестра, ама не ги знам нив бидејќи се доста помали. Ја искочив одамна од Радовиш. И онака ќе ми каже Чифси и кога ми каже окей, сваќам, готово, поштам, фала ти. И тоа ми е многу мило, брат, дека не знам, убаво чувство е, ама сакам да го возвратам сето тоа. Не е онака само енергија која што ја примам, сакам да ја дадам назад, бидејќи на крајот на денот ми значи премногу и така треба да биде. Така треба да биде, треба да се израмна тие работи. На крајот на денот и тоа е поентата на сево ова. И ова и целата тоа го збораме со многу луѓе со кои сте запознаено преку музичкава сцена или што и да е, брат, музичкав бизнис, ако не може така да се нарече. Као ова се еден ден ќе заврши, нема да имаме 500 сезони на Пандамониум, ќе да имаме 10-15, дај Боже, брат. Дефинитивно. Ама другарствата и контактите што ги направиш преку ова и преку сите други работи поврзани со музика и со се друго, тие вистинските со кои што стварно ќе загачиш остануваат for life и се многу поголеми, bigger than music. Во еден момент ќе престанам јас да пуштам музика, можеби за 5, можеби за 10 години, можеби за 20. Ама после тоа што правиме? Со луѓето треба да останеш човек и луѓето што ги запознаеш од тука можеби понатаму можеби ќе ти биде и на another partner, да, и на another колега на работа. Да. Комшија понатаму, можеби ќе почнеш заедно бизнис некој со него, може онака милион работи има и на крајот на денот тоа е најбитно, брат, да се запознаеш со луѓето, да имат добар однос. Ако се запознаеш преку музика, бару стар знаеш дека имаш една заедничка точка за зборење и тоа е многу добар стартинг поинт. И е најчесто најдобриот айсбрейкер онака за реално да. Од друга страна, тоа што го кажа све тоа, од друга страна, ние ко Пандамониум го оставаме овој groundwork
за луѓе да се инспирираат понатака и да го прават тоа што сакаат да го прават, бидејќи и јас и Дарко сме онака као посветени на ова, бидејќи сакаме да го правиме во една или во друга форма, сме имали истата идеја за нешто, истата љубов кон нешто и само најдовме заедничка една средина најдовме каде што ќе можеме да и така и почна. Дарко кажа сакам радио емисија, ја кажав брат сакам текстови да пишувам за Пандамониум и од тука почна, па се префрливме и на радио. Дарко почна да пише текстови, си најдовме некоја средина каде што ова е тоа што го правиме, си го најдовме нашиот ниш и си ги користиме нашите јаки страни во смисла дека сме музички снобови и тоа го правиме онака као од чиста љубов, никој не плаќа за тоа. И не знам, тоа е као се надевам дека ќе инспирираме луѓе, се надевам дека ќе поттикнеме луѓе за што и да е, дали да направат нивен свој чекор, дали да ќе не поддржат уште толку многу или ќе кажат на другар за нас, што и да е од тоа. Се надевам дека сме ви инспирирале да направите нешто позитивно и не знам, не гледате нас 30 недели поред, второ пат 30 недели поред, тука сме и мислам дека кога тоа треба само по себе онака да биде дека ако сагате нешто може многу лесно да се направи, колку и да е онака челенџинг на почеток, све се наоѓа крај и тука сме за да помогнеме на било каков начин. Брат, мора да го спомнеме тоа, како 35 сати рековме дека имаме тука зборено. Првата сезона имаме уште сигурно 35 сати зборено, уште сигурно минимум 35 сати музика. Па значи, не, поише. Поише, дека по 3 сати идевме. Предходната сезона секоја емисија траеше 3 сати. Некогаш не гасаше микселар дека немавме време. Микселар дека немавме време, да, бидејќи микселар беше kept out at 3 hours и као буквално онака брзавме за аутро да направиме и за да се одјавиме. И тоаш беа good times, као тоаш имаше моменти кога имало 2 сати музика, саат време зборење, имало саат време музика, 2 сати зборење. Тоаш као Блури е прва сезона, ама тоа беше тој legwork за да го направиме за да стигнеме до ова. Ама рачунајте да се инспирираат малце луѓето, 100 сати потрошено на ова, брат. Земете потрошете 100 10,000 сати. hours, брат. 10,000 hours, брат. Тоа е, значи мора да се потрошат сатите. Земете 100 сати, правете музика во една година или во 2 години, сигурно сум дека направите многу добри проекти. Апсолутно. Земете 100 сати, правете битови, иако мислам дека битмекерите и работат и поише од тоа, мада не сум сигурен колку работат паметно и продуктивно, ама тоа е друга тема за зборење која може да разработиме во третата сезона. Онака, земете 100 сати потрошете на нешто. Земете за 100 сати може да научите да програмирате, брат. За 100 сати може да научите да 100 сати вежбајте, 100 пати трчете по 1 сат во една година, ќе ослабете и ќе изгледате многу јако. Кога што да направиш тоа време, брат, тоа време што само да кажам дека ако нешто сакаш да го направиш, потроши ги тие 30, 50, 100 сати во една или 2 години. Дефинитивно. Мора да има ефект. Не може после 100 сати не може да нема ефект, брат. Да, апсолутно. Апсолутно треба го као не знам колку се тоа, 4 дена. 4 дена се упрашање, брат. Брат, не, знаеш, као 4 дена уцело сме, разбираш, не се ни мери, да, не се ни мери, брат, 4 дена се мери као еве да речеме 30 сати, ако има 300 дена годината, 360 дена 36 сати, значи по 1 сат на 10 дена, не е толку многу, брат, ама земи направи го. Да. Make that first step, брат, дефинитивно тоа. Земи направи го, брат. Да. Дека после тие 365 дена, после тие 35-6 сати, ќе има ефект. Не може да нема ефект. Ако го направиш 2 пати по 35 или ако го направиш еднаш 70 еднаш 35, сигурно ќе има ефект. Така да, ако правите музика, ако сакате да работите со дизајн, со продукција, со видео, со социјални мрежи, со програмирање, со било што, потрошете го времето, фокусирате се на вашите соништа, поднаводници, вашите скилот кој сакате да го научите, јазикот кој сакате да го научите, вежбањето кое ви треба за да ославите изгледа подобро и као проектот кој што сакате да го направите, без разлика дали е албум или е проект кој Пандамониум радио, што и да е, као make that first step, скокнете у вода и пливајте, тоа е као да. Никој нема да ве осуди за тоа. Тоа и ние направивме и мислам дека тоа ни функционира и не научи многу на дисциплина пред се. Гледате го крајот на првата сезона, збориме многу поише за ова. Да. Мене ме научи многу со одговорност, ме научи многу на дисциплина, ме научи многу да си ги завршам работата. Ема рачуне дека ние сме и релативно, не сме стари. Ама сме многу повозрастни од луѓе кои што и не пратат, ме разбираш, така да ако ние можеме на наши години да го направиме тоа у смисла да најдеме некоја средина помеѓу нашиот work life
кој што реално е многу хектичен, посебно ја и ти колку тоа на polar opposite сме скрос. Да. Така да може било кој ме разбираш. Ако ние ја и ти наоѓаме средина, тоа тоа е тоа. Така да ја мислам дека може да го завршам овде муабетов и да кажам една огромна благодарност за сите до еден што не поддржуваат, што не пратат, бидејќи тоа е она не секогаш, ама голем дел од таа носечка сила која што онака ни дава ветер у грб на нас за да продолжиме да го тераме во, бидејќи ако имаме 10-15 луѓе кои што ни велат дека ова е добро тоа што го правиме, that's all that counts, брат. Не се битни бројките, тројта, четворица, 5 луѓе, 100 луѓе, 200, 500, не е битно, брат. Ако на некому даден момент му значиме, му имаме направено да се чувствува добро, си има насмеано, му даваме ентертеймент дур дома, дур у кола, дур трча, било как. I'm all for it, брат, за мене тоа ми е све. Така да ви благодарам дечки премногу. Никогаш не очекував дека ќе биде вака. Искрен ќе бидам, кој што кажав, тоа и од мене потекнува дека сум секато онака повлечен. Јас сум многу I'm an outgoing guy, ама на крајот на денот повеќе сум дома, посебно сега последните 4-5 години како стареам све поише сум дома. И еве сега промени на пример. Сега се дешава да I'm out there, да се дешава. Малце по малце. Си треба, си бара. Нормално, тоа е. Еве го летото доаѓа. Доаѓа. Апсолутно. Фала ви од мене. Ќе се одјавам ја на крајот на епизодата, али добро го завршива трајче. Да ви разбориме за викендов, брат. Многу добро се помиравме, брат. Викендов. Ќе оставам ти да почнеш, бидејќи ти се стигна дојран пред мене. Раскажи како стигнаш, што правеше, кај беше, раскажи некоја интересна дешавка, дружење и се онака. Дојрам го за Wild Time, брат. Имав резервирано смештај уште пред 2 месеци некаде. Некаде. Let's take it back to крајот на април, почетокот на мај, брат, 2022, кога си реков, окей, ај ќе бидејќи знам дека е дојран и има има дефицит на смештај и као не знам, наивно од моја страна, не знам зашто мислев дека тоа ќе функционира, отидов на Airbnb, отидов прво на Booking, видов дека има нешто, не ми се свиѓаше, викам че ќе пробам онака Hail Mary ќе фрлам, ќе пробам Airbnb, брат. Као корисник сум на двете и тоа доста ги користам и двете и као ај викам ќе видам Airbnb и искача, брат, старо дојран, апартмани, топ. Ги гледам апартмани солидни, мене ми треба 2 кревети, ништо поише од тоа. Гледам цена 10 евра по човек, 600 денари од кревет, топ. Викам, датуми слободни има, брат. Пако име, разбираш, 70 евра со клининг фи со све. 70 евра уште, мај, земени уплатени све фул. Доаѓа моментот, доаѓа петок. Ја имав резервирано за први, за втори и за трети, као усмисла од први за понеделник, као понеделник, тоест петок, сабота, недела да престојам, понеделник се заминам од таму, бидејќи планот беше вие доаѓате во недела, ја ќе имам ден-два да се декомпресирам таму, чисто да видам што и како е, бидејќи последниот пат кога бев на D-Fest беше првата година кога се одржуваше D-Fest, кога имаше само main stage, немаше кампови, немаше ништо, беше као 4 сати настан. И од тогаш немам отидено, не си има или не бев во држава, или сум бил на работа, никад не сум успеал Дарко кога настапувал на D-Fest и као викам ај од годинава се дешава, идеме. И брат, се јавам у петокот, ја на работа, не знам главата кај ми, работам за до вторник онака, бидејќи 4th of July беше, у Америка е холидеј, мора све тоа да се покрие уште една недела унапред и као му звонам на Батево и као добро што му се јавив, имаше кога му се јавам викам јас сум за резервацијата, чисто да ви кажам, имам резервација за петок, сабота, недела, ама петок не доаѓам, но тоа е тоа, мене ми е уплатен смештај, чисто да ви кажам дека ќе дојдам и смештајот ќе го земам во сабота. И мртов Владен ми вика, бате, ја си ги продадов сите кревети на приватно, ја тоа не работам интернет, вика некој другар мене ми го намести пред 2 години, вика го немам активирано и викам, ама парите моите се кај тебе на сметка, друже, као да ти објаснам, као проверувам, идам одма срч пак, брат, гледам дека нема у стар дојран вакво, дека и други луѓе имаат букнато, ме разбираш. Буквално останувам без 70 евро, останувам без смештај, ден пред да појдам, фестивалот е веќе почнат, не разбираш. Што патот да идам у странство. Да, ја идам у Грчка, брат, вика кога ќе се вратам, ќе ти ги вратам парите. Пијана работа, брат. Не знам, брат.
нереално беше тоа, и као окей, јавување на сапорт, одма ми ги вратија парите и као го ги предупредив дека валја има и други случаи, пошто не гледам дека има слободни датуми за Устар Дојран. Објаснив ситуација дека е Ептен онака скерсити да за престои, дека као може да користат ова за скем, и као после 15 минути му го избришаа профилот на Airbnb. That was the right thing to do. Како и да е. Shout out to Симка. Марса одма као настапи на сцена, што се дешава, бе, му ја обяснам ситуацијава. Чекај бе, вика, ја ќе дојдам со тебе. А ја не имав со кого. Ја као ќе буквално кидев сам или со некој рандом ако се најдев некаде успат саботата, чисто да се видам со луѓе, да одморам еден ден пред тоа и после да се склопам со екипата и да тера. И као Марса ми вика, чекај бе, ја ќе дојдам со тебе ден претходно, вика, таман ќе одморам, ќе ги видиме луѓето што треба да ги видиме и утре дента ќе си правиме тоа што треба да правиме. Утре имаме работа. И така и беше. Одма најдовме Марса пиша, најдовме превоз, најдовме смештај, шараото Симка уште еднаш не спаси Ептен. И исто и така и до Боби поздрав. Луда работа, брат. Отидовме таму, не пречекаа, не качеа горе. Топ беше. Одма седнавме, јадење едно друго, организација за вечер, пивце едно друго, идење, купување карти, купување пијашки, одма низ кампусот се пуштивме, брат. И енергијата пошто тоаш саботата стигнавме некаде на кај 3, прво се видовме со Red Bull екипата, го видовме Бане, го видов Гоце да Сос. Цубави луѓе се видовме, си направивме муавет, се поздравивме, загушнавме сите, онака луѓе ти доаѓаат, шо преш ги гледаш луѓе од онака што ги знаеш, ама нема шанси да ги видиш онака на друго место освен на ДФС, бидејќи онака тоа е као melting pot на луѓе кои што доаѓаат од of all kinds of life, онака као буквално, као имаш луѓе што слушаат комерцијална музика, имаш луѓе со расти, све имаш, ме разбираш, као Ептен добар момент. И не знам, тако беше, позитивно беше, убаво беше, одма отидовме, не ни беше пригоден, не ни беше толку многу за музиката, поише беше за пивцето со нас, да се шеткаме со Марса по плажа, по Дојранската ривиера, седнавме, јадевме, све тоа, ме разбираш, кафана истеравме, келнерот беше од Радовиш, све тоа пројавме, ни даде маса, иако беше хаос и лудница, брат, не пикна, одма, ајде, вика, седнете овде, шо сакате, шарски две, и бокалче ракија, и шопска, тоа е, и као, тоа беше, саботата одлично пројде. Отидовме, така, не знам, бевме избезумени со Марс, веќе стоевме цел ден, онака се шетавме, бевме на настави, бевме на Доуп куќата, бевме онака прошетавме на секаде низ кампусот, бевме и на крај кај идеме крекери невидени, отидовме на Транс. Не знам како беше тоа искуство? Какво? Не знам. Добро, јасно. Не знам што да кажам, брат, не сум таков човек, брат. Не е за тебе, а? И као, дупка у глава ми се деша и ова го правам. И Марса почна да се поти, ми вика, дајте молам да се тргнем од ова, кај кидеме Марса? Кидеме на main stage. Идеме на main stage, беше more of the same, брат. Ама дека веќе бевме на main stage и као си вика, не мрдам од овде, брат. Ваму имаше... Овде имаше транс, овде имаше hardstyle техно, брат. Ова е поистата музика, е директно е само овде ги нема ласерите, оние цици, уци. И као бум. Топе музика, ама не е за мене, брат, не сум навикнат на тоа. Ја имам другари што го поштуваат. Тоа не можам да го слушам. Абе, добро, не е за мене. Ама имаше премногу луѓе си поминуваат добро. Си видовме и таму, имаше многу луѓе на main stage и буквално само тоа беше кога отидов на main stage, пошто неделата знаев зашо ми беше резервирана и знам дека имаше church stage, не се појавив таму, знам дека имаше доста и коментари за тоа, гледав видеа. Нема да го зборам тоа. Ја ќе го кажам тоа, мене брат ми изгледаше многу добро. Ја искрено... Не, ама кул е, брат, као Ја искрено, брат, тоа беше можеби некој дозволи за тоа, си има све, нема зашто ти да збориш, да критикуваш посебно на таков начин. Од друга страна, кој што кажа, феноменално изгледаше, брат. Феноменално изгледаше. Ја тоа го видов на сториња, бе во Охрид во саботата, не ми се веруваше што гледам, викам, леле како е преако. Не слушам таква музика, ама тоа изгледаше преако, тоа изгледаше светски. И плюс, као ја не успеав да отидам. И криво ми е дека не отидов, чисто сакав да го видам кој искуство, валјда немаше да идам да се журкам, ама као би отишол чисто само да видам какво е, ме разбираш, пошто не се ни качивме до црквата. И требаше, и убаво е дека имаат и Браво стејдж, убаво имаше повеќе стејџови, имаш Москиро стејдж, имаш Скопско смут стејдж, имаш мејн стејдж кој што почне од 10 вечер и имаш чрч стејдж. Имаше многу разновидност, имаше многу артисти, ама мислам дека голем дел од луѓето беа таму за добро само да се пројдат. Имаше као не идеш, не се серили за еден или за два артисти, као морам да ги видам.
тие најчесто се навечер, ама дента ти е резервирана само за добро да си поменеш, да јадеш убава храна. Си направиш муабет со луѓе, да се видиш, да се повлед, тоа беше саботата беше тоа брат, буквално онака се вративме со Марса, не знам, дека 3 сат, седевме до 5-6 сабајле, си правевме муабет, седевме у викендица, све тоа. Одспавме неколку сати. Дојде некаде, не знам, 12, пладне веќе недела. Продолжевме пак истото брат. Пак низ кампус, пак пивци едно земање, пијачка, вода, све. Вода колку испив брат, нереално беше. Много беше топло брат. Претопло беше брат. Хидрирајте се, ве молам брат. Луѓе не пијат доволно вода брат. Као најбитната ствар на такви работи. И така, не знам, после вие дојдовте и од тука почна убавата. Да брат, ја искрено патував од Охрид, станавме многу рано со Оги за да стигнеме на време. Стигнавме првиот шок што ни се деси, го собравме праската. Застануваме да мочаме брат таму неде во близина на Дојран. Топлотен шок не удри брат. Во Охрид трнавме беше една температура и во Охрид е топло, ме е различно топло брат. Да. Овде многу беше спарно брат. Ага брат, жешко беше. И викаме добро леле што не снајде. Отидовме ги зјавме собите, среќа тоа беше окей, ако собите бе малце подалеку. Така. Журка имаше тука базен у хотелот. Јоп. 200 луѓе у базенот, музика пука. Ние стигнати кој како во каква форма праска беше на свадба претходниот ден. Ја пуштав музика на свадба претходниот ден. Оги пушташе музика у кафичка, а сите доени. Да. Свежи, ама и не скроз свежи онака. И одморивме и после се фативме за работа брат. Од 4 сат, од 4 попладне тука прв пат излегав од хотелот до дека не заврши стејчето, дека не средивме до 3:30, значи 12 сати без малку бев онака константно работа. у фул газ. Да, тоа е. Да, тоа и се видовме, се споивме, мислам дека Дина Јашари веќе настапуваше. Да, Дина Јашари имаше многу бав настап во право време, од денот онака. Да. Се споивме таму по едно-две пива на брзинка. Се спои екипата и мислам дека од таму почна онака добрата дружба, целокупно да речеме. Тоаш дојде и Штипланта екипа, дојде Колјо, дојде Мана, дојде Флекс. Се фактички вие заминавте, не сакав да се туркам таму, не сакав да сметам, вие имавте тонска и викам окей, јас сум со мои луѓе, идеме, отидовме у кафана, све тоа брат. Преубаво беше ти велам, као неделата беше преисполнета. После тоа се споивме, почнаа настапите, почна журката. Кажи ми еве на пример у поглед на артист и организатор на тој стејдж, како ти пројде? Бидејќи до тој момент све беше супер, ама знам дека беше не напет у смисла, ама као под притисок за да го среди, бидејќи ти си дојден за работа, не можеш до толку до тој степен да се упуштиш. И за жал не можев, да. Да, као и тоа е многу штета, ама на крајот на денот си дел од организација, ти си задолжен за тој стејдж. Кажи ми на пример како беше тоа, кој искуство, бидејќи ние можеме да кажеме топ си пројдовме брат, као не можам да се пожалам за една работа, можеби за изборот на пијачки само, тоа ми требаше да има поголем варајети. Зашто? Па не сакам джин тоник у лименка, брат, сакам джин и тоник, брат, сакам некој да ми го измеша, брат. Мислам дека може тоа само требаше. Ама од друг аспект као све ми беше окей. Ама кажи ми на пример ти ко организатор на стејдж као што све требаше да се направи за да се стигне до таму кој што е? Како си помина? Како се чувствуваш дека луѓе поминаа? На пример општи импресии кои што ти збореле и дали си задоволен од сето тоа искуство брат? Брат, прво што требаше да направиме да стигнеме сите во Дојран, да стигне целата прво наша екипа, така, сите гости и се разбира Смок Прп целото негово кру во Дојран брат. Ние стигнавме, еден по еден почна да стигаат, прв стигна Јелон со диџејот. Мораше да го пречека него. Среќа имаше хост од страна на Пасфорд кој го пречека Јелон и го смести во хотелот. После тоа стигна и Баша со неговиот ентураж, требаше него да ги пречека и нив. Среќа во несреќа беше што ја у прав момент стигнавме ние на стејџот со кола и баш ги видовме кога стигна и они. Се тоа треба брат, треба сите артисти да се земат алки пропусници, да се сместат во хотел, да се каже кога е тонска проба, да се организира ручек, да се закаже во фуктак во ресторан, да имат човек што би ги однал ако не може да одидат сами. И после тоа стигна Смок Прп. Среќа што стигна Смок Прп, среќа што се беше на време, човекот патуваше со комбе од Бугарија до Македонија. така. Среќа се беше окей. Шараут до нашиот човек Доп од Бугарија кој беше хост таму и промотер
кој ги работеше неговите шоа у Бугарија и он дел со него тука, он ни е пријател и не намери на Панчо и на Шршац како организација, бидејќи имаме работено на неколку настани заедно и ние кога сме пуштали у Бугарија сме пуштали на поднаводници на негови настани и имаме соработувани претходно неколку пати. И он дојде, беше окей комуникацијата. Искрено ми изненади екипата на Smoke Purp, бидејќи позитивно ми изненади тоа што сакаа да глумат малце звезди, ама и не глумеа толку звезди. Као беа сместени во хотелот Латераца, си седеа тука пред дворот, се поздравуваа со луѓе си. Да, лаво. Дури мене и впечатокот ми беше дека дури им прија вниманието од луѓето. Што им можеби да не е разбирливо со оглед на тоа дека можеби нема многу sold out shows и онака можеби Да. интернетот можеби не е наклонет на нивна страна. И плюс се за ни uncharted територии, брат, као окей, Македонија, ама и Дојран е, ме разбираш, као онака ако изгуглаш Дојран што е, брат, првата ствар ти искача Трски. не знам, трски популација 1300 луѓе, ме разбираш, као си кажеш окей, кај идам ја. Да. Друго е него ли Скопје да идеш у милионски град, као и не знам, сигурно и тоа влијаело, брат. Сигурно тоа влијаело као да си викаат чекај кај сум, има овде луѓе што ме сакаат, као има луѓе овде што поштуваат. И мислам дека тоа е многу добро. Да. Стигна, се беше окей, колку толку беа при свест, можеше да се разговара, можеше да се најде заеднички јазик за кога е тонската проба, кога е. Па колку толку, брат? Okay. Има levels to the shit. Да, Кој е работил апсолутно. промотери хост за артисти, знае какви пицаизли може да се и како може да не сакаат да соработуваат и да бидат онака и дигнати и раскурчени и да не бидат при свест. Милион можни опции има. Али се беше окей. Тонската проба требаше да се заврши, брат. Реално стежот е релативно мал за со оглед на тоа колку артисти и колку екс имаше на самиот стеж. Имаше 4 диџеи, имаше 5 артисти плюс Smoke Purp со целата екипа. Да. Значи, нека имаше повеќе од 10 луѓе кои во еден момент рапуваа на микрофон и повеќе од 5 луѓе што пуштаа музика, брат. Така да 6 луѓе екшели пуштаа музика, што за еден таков стеж во рокот 5 сати е дури многу. Требаше се тоа да помине на тонска проба. Да се проверат грамофоните, да се проверат CDJ-ите, да се провери контролерот, сите лаптопи, мониторите, предни мониторите, диџејски, сите артистите ги пробаат микрофоните, по можност да се запишат сетинзите на микрофоните, што во овој случај не се деси. Така да можеби после тоа имаш и малце, можеби звукот и не беше најдобар, се извинувам ако беше тоа така. И буквално онака го спремавме стејџот, дое више 10 до 10 дојде. Smoke Purp уште ја правеше тонската проба. Луѓе више имаше надвор. И онака кога заврши тонската проба требаше да се организира бекстејдж за посебен бекстејдж за Smoke Purp и да се донесат пијалоци од неговиот рајдер и од нашиот рајдер за артистите кои се беа од Македонија и од Србија. И у 10:00 можевме да ја почнеме. Среќа, стигнавме на време, успеавме да го почнеме стејџот на време. Да, тамам почна ептен на време и мислам дека луѓе дури бидејќи као за луѓе што не беа таму, стејџот беше дел во кошаркарско игралиште и беше за целото со мрежи. И као беше затворен на еден начин карактер и као имаше врата една единствена која што се отвараше и за време на тонската беше затворена и до самиот почеток дури не се отворија вратите, таму имаше редици, онака луѓе чекаа да влезат за беше... дали да се наместат напред за да бидат понапред, кога буквално ја кога ја влегов у 10:05. Ја веќе бев на другата страна од игралиштето на Кјошот, брат, одма до бидејќи до таму беше, као имаше луѓе одма што дојдоа и чекаа, брат, да почне се до тоа. Шараут од сите што беа такви, бидејќи ја искрено многу се изненадив кога ги отворија вратите, онака имаше редица од луѓе, секој по двајца си влагаа, сите културно немаше буткање, си влагаат луѓе во колона и се почнува да се полни стејџот. Онака беше многу јако дека имаше публика за првите диџеи, што многу често на вакви помали стејџови не е случај. Кога почнува програмата најчесто и стејџовите се празни, па после некој време се полнат. Тоа што беше добро е кај нас, шараут од цела екипа што дојде од почеток и остана до самиот крај. Неизбрана љубов, огромна љубов. Свесни сме дека имаше многу силна програма, имавме силна конкуренција на мейн стејдж, можеби последниот ден беше со најдобра програма на мейн стејдж, но мислам дека и ние си го задржавме своето и мислам дека добро се државме споредба и со програмата на мейн стејдж и имаше публика што ги комбинираше двата стејџа или беше кај нас или беше повеќе кај нас или помалку кај нас. Истото се случи и кон крајот кога заврши мейн стејдж,
Многу луѓе сакаат да дојдат, за жал мислам дека не собираш и Наеднаш дојдоа многу, као имаше огромен инфлакс на луѓе при самиот крај, онака као последните 40 на минути од кога заврши тоа, имаше огромен инфлакс на луѓе, брат. И тоа е многу добро, тоа кажува дека на крајот на денот знаат кај е журката, ме разбираш, као тука се дешава и беше throughout the night. Ја не мрдав цела вечер, бев таму, само буквално идов онака да уринирам и назад напред, пошто веќе на кај 9 не сакав да претерам и со алкохол, со глупости, онака се сопрев. Си викам вода. Вода ти е најдобар пријател. Д-фест, дечко, 2000 дарки од мене 3 кои ништо имаат само од вода купување. Една вода беше 70 денари, брат. Не зборам за скупо, чисто онака за да знаат колку вода имам испијано, брат. Као буквално идов со пластични шишиња, брат. И еднаш оној ми кажа дека немам вода. Како бе немате вода, брат? Ве молам, дајте ми вода. Ве молам. Вика да не саш пиво. Не ќам пиво, дај ми вода. Не ќам пиво. Не можам, ама дефинитивно. Мене многу ми се свиеше, брат, многу беше професионално све. Добро звучеа сите, па и дури онака енергијата беше unmatched дури и на нашите артисти. Баша и Елон, артисти кои што искрено ги немав чуено, прв пат ги слушав таму, дури и не ни посегнав да слушам музика од нив пред настапот. Ми се свиѓа, онака сфатив дека се многу млади, дека имаат многу време пред нив. Посебно Баша е 16-17 години, така нешто бил, и као музиката што ја чув беше окей. Не е нешто што, например, може и ја да го слушам цело време, може би нема да сум фан на неговата музика, ама као звучеше квалитетно, звучеше модерно, звучеше добро. Посебно не знам од кога прави музика, ама ако го правиш тоа на 16 години, као Да. Баша е артист кој има многу светла иднина. Последнава година стана популарен преку TikTok и преку Reels и преку тие ствари. Музиката му е многу интересна, не му се ни карактеризира као трап, него се е тоа нешто еклектично, некој new wave. Да. На музика звучи добро. Елон полого време го прави ова. Он беше порано трап артист, сега експериментира и сака да влезе малку во тој комерцијален српски саунд. И тоа се гледа. Тоа се осеќа, али имаше на пример добро момент дека користеше аутотюн и на поинаков начин работеше од страна на артист, баш зборев со Дади, имаше цел сетинг, кај микрофонот му влагава звучна карта, става аутотюн. Видов тоа. Звукот излага, така и тоа беше интересно да се доживее како се прави на тонска проба и како звучи во живо. Исто така морам да дам шараут до моите луѓе, DJ Nest и Йоги, брат. Двајцата направија одличен сет, јако кратки. Јако кратки, ама многу добри и многу енергични, брат. Многу беа добри. Дамета манија намести енергијата, Йоги влезе многу јако. Ајде да збориме за тоа колку е битно ти ко прв диџеј да отвориш и да знаеш што точно пушташ, брат. Битно е премногу, брат. Премногу е, брат. Луѓе не го поштуваат тоа, брат. Шарауту даме за сето тоа, пошто Ептон онака го направи онака тој groundwork, постои онака некој темел. Имаше некои онака хитови, у смисла хитови бенгери кои што беа малце постари, ама беше одличен момент као интро за да почне. После тоа Оги дое. Йоги влезе исто така многу јако, со многу добар сет, со многу посвеж сет, у смисла посвеж е за по тоа актуелното што ја слуша неговата генерација, неговите врсници, бидејќи Дами Йоги имаат години разлика меѓу нив, ме разбираш, и као нормално е тоа енергијата да не е иста и не дека Даме не може да го пушта тоа, ама друго е кога ќе дое од Оги, ме разбираш, као друго е кога ќе дое од хит од него и као или од мене, или од тебе. Тоа треба да прекине кај да. Мора. И као се беше до тој момент беше феноменално одлично отварање на журката беше. Два артисти мисле, исто така, тоа сакав да ве пофалам. Распоредот што го направивте, за како цела вечер да тече, исто беше многу добро, брат. Многу добро се комплетираше сето тоа, имаше моменти горе, имаше моменти у смисла као и после доаѓа музика, ти текно доаѓа Панчо, доаѓаш ти и после ти го креваш најако, почнува да после тој диџеј е многу добра, брат. Нивниот диџеј малце не прекина порано, сакаше и он да прави warm-up, најверојатно сакаше и он да осети атмосферата и да загрее за Smoke Purp, што најчесто на фестивали не се прави тоа така, бидејќи нивниот слот беше 1 час, но ние као домакини, као луѓе кои, ама не, го сакаш најдоброто за самата журка, ако артистот сака да настапи порано, исто слично беше со Тајга, сакаше да настапи на време, сакаше да настапи порано, волете, брат. Така. Скратиме ни од нашиот сет, не е дека не сме пуштале 100 пати музика, јако. Да. Јако јас сум на страна што сум организатор, сум артист, ама ете ќе го жртвам
мојот сет Така. за доброто на журката и за доброто на луѓето публика. Не. Све беше мислам дека окей, иако имаше на пример ето тоа што видиш непредвидливи моменти кои што можеш да се справиш со нив као Фестивал е секогаш фестивале на крајот на денот ќе се десат такви ќе има многу променливи и нормално е тоа, ама работава како ќе ги исхендлаш сите тие работи и мислам дека го исхендлате перфектно онака. Фала ти брат, тоа е најголем комплимент за еден организатор на настан или на фестивал е да се справиш добро со ситуациите со кои се соочуваш. Тоа му го зборев баш и многу, имаш некои технички проблеми со фейзот, со лаптопот. Брат, мора да најдеш начин да го средиш. Тоа е тоа. Едноставно тука си in the heat of the moment, не смее да не функционира. Нема друг избор. Да. На крајот денот ако нешто не се средува, ќе продолжи другиот диџеј и тоа е тоа. Али мора да се искенла работата. А шараут до Кицо и до Марса, многу добар настап, искрено многу ми се свиеше. Бевме комуникација постојано со нив, али пак песните они ги одбра on the spot кои ќе ги настапуваат или можеби дента претходно. Има интересна селекција на музика која можеби ја нема толку често настапувано, дури отвори и со Саки, една песна која мислам дека одамна не имаат настапувано заедно. Песна која е на Синката и на Марса го настапи својот дел, беше добро за отварање. Влегува малце подлабоко од дискографиите, Марса представи нешто од Марпет тейпот и онака има многу енергичен настап. Се повеќе рапуваат на матрици, не на целосни песни под наводници плейбек, што мене исто така ми се допаѓа и се надам некоја лето ќе успееме да дури цел сет да го направиме да биде со рапување на матрици или на верзии прилагодени на лайв. На лайв настап. Имаше и мали грешки, имаше една грешка од моја страна на Павлина. Се тоа. Тоа е дел од лайв настапот, да, ама се надам дека нема да се повтори, уште еднаш му се извинувам на Марса за тој мој кикс. Ворете брат. Ворете, никој не смее да те замери за тоа, знаеш зошто? Бидејќи сето тоа ствари интересни моменти, као онака little pockets у целиот тој настап, кај што и самиот фан, као ја гледаш сценава, застануваш, хихи, се смееш 2-3 секунди и продолжува се исто. Тоа е добро, не е лошо. Не е намерно направено, ама природно е, го гледаш дека е природно, вади реакција од кај тебе и окей ти е. Не ти одзима, не е дека искочил кабел па нешто, дека не работи микрофон. Не е технички проблем од таков аспект, кој едноставно е човечка грешка што носи кон интересен хихи момент. И тоа е сосема окей. Од друга страна, еве ја ќе кажам исто дека му го кажав тоа на Марс уште кога се вратив у 9 саат бајле после настапот. Му кажав феноменален, многу добра енергија, многу силно настапија брат. Многу добро силно настапија. Ја му кажав честитки што успеа бабале да израпуваш до крај онака без да сопреш брат. Као тоа е it's a fit by its own, онака као 3 врса со рефрени, со све, со old school beat, it's a thing, као не е онака добро е. И од друга страна, Кицето почна да фристайла на еден момент, Ориги, Худрич, све тоа брат. Имаше многу добри моменти, многу енергија, што онака кога си викаш тоа е тоа брат, кога ги гледаат луѓе дека се журкаат и он у тој момент ја фива таа енергија и ја возвраќа само назад брат. Тоа е цело време како тоа е еден линк кој што онака иде, не знам, иде у два правци брат. Иде у два правци и мислам дека и публиката тоа многу го добро покажа брат, бидејќи немаше еден момент кога не беше на ниво. Самата публика брат, ја искрено и сум изненаден дека ептен дури и кај вас, дури и на вашите сетови, енергијата беше предобра, имаше шутки, бидејќи на крајот на денот фестивал, знам дека ти не си за ептен за тоа, ама на крајот на денот фестивал е, таква енергијата, помлади генерации се веќе, ја не можам, коленава не ме држат мене ја да влезам веќе у нешто тоа брат, ме разбираш као. Иако можам да срушам некого таму, ама да. Џабе. Тоа е поопасно. Тоа е поопасно, да. Дај Боже ја да влезам у мошпитот брат. Не е open да може, ќе го затворам мошпитот. Ќе го затворам. И као цело време некој тебе да ти се одаде онака од 10 до 3 саат са бајле. Нормална љубов брат. Да рипа, да се тепа со луѓе буквално онака у мошпит и да си добро помени и да се поти, да пие и све тоа да прави и убаво да си помине на крај. Тоа е љубов брат, тоа не е ништо друго освен љубов брат. Се слагам брат. И ја осетивме таа љубов сите.
Дефинитивно, брат. Се Дефинитивно. надам дека луѓето ја осетија нашата. Сигурно, брат, ама не, види, тоа, ама затоа ти велам, тоа е двострано, брат. Они гледаат дека вие се оддавате на нешто, гледаат дека вас ви се свиѓа енергијата што они ја даваат и они викаат, че поише од ова, ме разбираш, они возвраќаат, ти им пушташ песна некоја што ќе ги она фати у тој момент, знаеш што функционира, седот го погодуеш, доаѓа Кицо Праскада, Партали прави, доаѓа Секси Марса, Лом прави, наши локални артисти, наши луѓе се, брат. Они чим прават шутки, брат, чим прават све тоа, доаѓа Дади исто така кине. Мислам дека имаше солиден настап Јанг Дади. Ти велам, немаше мис ниту еден, брат. Тоа што велиш ти дека се грешки, не се грешки, туку се human errors, брат, не е ни грешка тоа. Никој не може да ти замери за тоа, не? Не си направил ништо погрешно, ме разбираш, као тоа е само еден момент каде што реакција е упрашање, тоа се милисекунди, брат, не можеш, брат. Да, добро, тоа е лайв, тоа е драшта на лайв настап. Епа да, ама тоа му дава као human аспект му дава на сето тоа, ме разбираш, као никој не смее да ти замери за тоа. И од друга страна, еве ќе се надобра за ми на Дади, брат. Дади исто имаше феноменален настап, брат. Феномен, многу подобар на пример него ли од тој на Тајга. Многу подобар. Као левелс подобар. А се колку 2 недели измеѓу? Да, 10 дена. 10 дена. Така да on to the next one, ме разбираш? Да, се разбира, плюс беше многу добро дека ја промовиравме новата песна. Исто така, Wife прв пат Wife виш имаше реакција после само 3 дена, брат. Тоа е тоа. Знаеш да го правиш нешто добро. Јаки моменти. Знаеш да го правиш нешто добро, брат. И имаше за сите, имаш Wi-Fi, имаш Моли, има луѓе што се шуткаат на неа, има луѓе што ги пеат песните. Све имаше, брат. Имаше девојчиња кои што се доени за даде све од тоа, брат, ме разбираш, тоа е доброто, брат. Тоа е доброто бидејќи као ги опфаќаш многу луѓе, ги опфаќаш оние худрич црнците, брат, кои што го сакаат да чујат Ориги и худрич, сакаш да го чуеш Марса. Луѓе вака правеа текне све од тоа, брат. Хип-хоп, брат, хип-хоп министри, брат. Све од тоа, ме разбираш, имаше многу елементи, брат, као имаше апла онака еден целокупен настап за на крај, као да завршат Кицо. Беше Јанг Дади. И после тоа да се деси тоа што се феноменално беше, ме разбираш, као вие нормално ко хайлайт сте пред вакво и имаше таман добра, не е пауза тоа, бидејќи не прекинува, ама беше многу добро вие да сте измеѓу за ти да направиш еден сетап за енергијата за тоа што следува, брат. Точно, брат. Бидејќи не можеш од Јанг Дади да репнеш на Smoke Purp. Без разлика тој дали има диџеј за warm up или не. Точно. Неговиот диџеј на Smoke Purp. Ти си диџеј на Секси Марса, на Кицо Праската и на Јанг Дади и на сите таму позади. И мораш ти да бидеш тоа интермецо и да ја дигнеш таа енергија до ниво кај што може да дојде. Ај се пак да се може да дојде диџејот на Smoke Purp и да каже: "Чекај, види ги луѓето што прават, чекај, да ја ќе влезам во. Ово тоа сигурно не му било испланирано. Тоа било тој даден момент. Тоа било тој даден момент му текнало. Чекај, брат, овие прават нешто што треба. Дај да го однесеме малце поише, ако можам ја да влезам да давам ефект као дека најавуваме артист." Добро беше тоа бидејќи ни ја и Панчо нема да отидем у таа насока кај што отиде он. Брат, он пушта песни и трча ни стејџот, он е друг тип на диџеј, брат. Он е реално друг тип на диџеј, брат. Ама и селекцијата на музика е таа која Smoke Purp ја прави, брат, и таа можеби за која што беа луѓето доени таму. Ја од песните не ги имам усерато, брат, искрено. Тоа никој не те обвинува за тоа. Тоа не е стилот што сакам да го пуштам. Да, брат, тоа не си ти, брат, нема зашто да имаш усерато, ако никад нема да имаш потреба да ја пуштиш, ме разбираш. Кажи ми што мислиш за настапот на Smoke Purp? Hit and miss, хит, пошто енергијата која што има луѓето, која што се создаде у текот на вечер и апсолутно, да, и тоа се многу добро се пренесе кон неговиот настап и остана таму. Сигурен сум и знам дека луѓе си добро поминаа. Од друга страна, неговата професионалност, неговиот непрофесионалност у овој случај, неговиот пристап кон сето тоа, ќе кажам дека им разочара, не дека има високи очекувања искрено. Точно исто. Очекувањата уште бидејќи као колку и да нема да хейтам, ме разбираш, ама имаше многу ред флекс уште од самиот почеток и се знаеше дека ќе биде или вака или онака. Дека
ги имаме сите гледано видеата што се дешаваше на неговата турнеја низ Америка, тој фрст легот, па после вториот лег беше боле, па го гледаш дека у Амстердам има солиден настап, дека као си викаш окей, можеби, ме разбираш? Дај Боже, Точно. дај Боже. Као и ти ги крева и тебе очекувањата и као ама на крајот на денот остана не е дека као јас само си реков само нека даде све од себе, као без разлика, нема врска што е дојран, ме разбираш, као 5 луѓе да има на пресеџов 5 луѓе дошле за тебе, мајсторе, као тоа е тоа. Настапој кој да нема утре, брат. И од тој аспект сум разочаран бидејќи сам разочаран, не можам да бидам разочаран, ама као до некаде и очекувано такви се мрзеливи се, брат. Непрофесионални си и ме нервира сето тоа бидејќи се понашаат, не знам дали е тоа его, брат, кода они се поише од ова. Не, брат, ти си ова, брат, ти си. Не, брат, не се понаша така, туку не ни знае да се понаша на друг начин, брат. Тоа е. Као Не ни знае подобро да рапува од тоа, брат. 7 збора, брат, кажа, ќе бидам искрен, 7 збора кажа, низ цело вакво. Не чув еден цел верс од него, као не се дешава тоа. И поише што ме изнервира е дека дечкиве што беа со него настапуваа поише од него. И тоа со цели песни, брат, они рапуваат цели строфи, цели Затоа и се рефрени. таму, брат. Да. Ричи Уест и тој другиот, како и да се викаш. И као за после тоа да се ставаат на лајф и да збора дека имало 10.000 луѓе на концерт, брат, у град кај што имало 700 луѓе, Доджрен, брат, као абе требаше тоа да го направиш пред 6 сати, ме разбираш, да као они не дека не искинаа, брат, енергијата беше предобра. Стварно, луѓе си проаѓаа многу добро, се качуваа по конструкции, правеа глупости што не требаше да ги прават. Све од тоа, ме разбираш, као предобра енергијата беше таму, ама не бе прв пат таква енергија да имаме видено, не беше нешто што немаме видено. Да. Чекај бе, маца, Трап да Фага постои од 2014, знаеме што шейк настане, не е прв пат да сме били укочани, знаеме како е, ме разбираш, знаеме какви шутки се имаат дешава на настани, брат. Не е прв пат. Ама дај ми го тоа твоето, брат, и кога ќе те видам како си мрзели, брат, дека милион пати имаше оној црнецот што него што му ја местеше косата, брат. Што се врзуваше цело време, брат, те премолам прекина, остави ги растина, нека идат на сите страни, да, и испеја строфава, те молам, као, остај плейбекот, брат, остај го плейбекот, брат. Те молам. Мене тоа ми фалеше, брат, ми фали професионалност, брат, ми фали тоа да направат за тоа што се платени, брат. Ја ако сум архитект и сум платен проект да направам, да се понашам дека ми дале 30 денари ти текнува, пак еве ти. Не бе, брат, го правам фул, го правам со срце, го правам онака со глава од зид, туркам све живо и диво што е пред мене, брат. И тоа е голем дел, тоа е проблем кај голем дел од тие рапери, брат. Затоа е таа етикета, брат, SoundCloud рапери, брат. Заради тоа е, брат. Заради тоа е, не е само заради музиката, заради целокупното понашање, брат. Пошто никад нема да го чуеш тоа од Тајга, брат. Тајга е милион пати, брат, кој што сака нека збори, макарени 6 нека извади, брат. Не му замерувам, пошто е артист и пол, брат, на крајот на денот. Говнар, брат, ко Smoke Purp, ќе кажам, брат, говнар, ме разбираш дека непрофесионален, брат. Луѓето платиле, ме разбираш, и тргнале буџетна страна за ти да можеш да доеш овде, брат. За ти да се представиш у најдобро светло. Ти си крив, никој друг. Така е, брат. Никој друг. Разбираш? Не, затоа радо би да платам 3000 за Тајга, него ли да платам 650 денари за Smoke Purp. И јако ефектот што го пишува и по Дискорд, може би за Smoke Purp него има поише мемиња, поише. Да, бе, брат, па тоа, да, Джеди тоа го кажеш. Джеди беше тоа беше многу добра, као целокупното беше топ. Слика на никад нема да се забори Smoke Purp се пред млечен ресторан Наташа, брат. Ме разбираш? Целен тураж јадат пица банички, брат. Се преродиле, бе, брат, кај знаат они за бурек да ти кој знае. Ме интересира што јаделе, брат. Што јаделе? Хајпер и екипата мислам дека беа таму, стаја некоја слика, може да ни кажат, да ни пишете коментар што јадел екипата. Која беше нарачката на Smoke Purp, брат? Ама ти велам, као окей, за тоа да. Јас борам конкретно само за настапот, ме разбираш, а инаку све тоа друго, тоа што зел време да се слика со луѓе дека не правел проблеми и не се понашал. Тоа е
почит, ме разбираш, респект. Почита, да. Застанал пред хотел, се чилал, бараше луѓе да му најдат студио у Дојран ако треба. Све тоа. Да му најдат Све тоа што требаше, па нема да збориме за тоа. Све тоа е окей. Све тоа е окей. Ама ми фалеше твојот презенс на настапот, брат. Да. Ме нервира дека ги користиш другарите и нивната најпозната музика Збориш за секси за и за Juice WRLD, брат. Повеќе песни од нив чувме, брат, него ли од него, ме разбираш, као не треба да биде тоа така, ти има и ги тие. Тоа е огромна почит и никој него оспорува тоа да не се дешава. Мора да биде избалансирано, брат. Мораш ти да преовладуваш, брат. Луѓе се дојдени да чујат твои песни, брат. Се слагам. Као мора да биде на многу попрофесионално ниво, брат. Не сме Ричи Уест, брат, 40 минути усетот он уште да рапува, брат. Ричи Уест е за првите 10, брат. Он да отвори за тебе, брат. Че, бе, не сме биле, брат, ние на концерти, не знаеме како иде. Не сме биле на Дрейк, не сме биле на Future, брат. Стеф Лондон настапуваше пред вакво, брат. Рич за кит. Чекај, бе, тебе сме овде, брат, шо? 15 минути пред Future, брат, ама Future искаче ли никој друг после него, бе, брат? Future е хедлайнерот, бе, брат, па нормално. Како Ричи Уест, брат, остегот, он е првите 15 минути, он да загрее публика, бе, брат. Да се представи кој е тоа да сними 3 сторија за на Инстаграм, брат. Ама реално така е. Така е, брат, така. Не го хейтам. Се надевам дека Ричи Уест ќе успее у животот, ме, дека стварно ќе има некој хит. Ама они, на пример, музиката нивна е, тоа го искоментирав, као не знам, му кажа валје и на Марса, не знам на тебе дали ти го спомнам. Брат, музиката што ја прават Ричи Уест и оној другион е онака само е све што е, као имаше песни од Lil Baby до све што е попинг моментално, као ултра популарно, као Lil Baby, таквите, као Роди Рич, све тоа, она мелодиите на Роди Рич, с флоута на Lil, све, брат, они само го зимаат, као копинг артисти се, немаат свој звук. А и не се толку, например, Rage, кој што е, например, Smokework. Да, не стилски се беше така. друго, да. Брат, сега, не знам тоа, немам појма, у спонзорот ми искочи вчера, последната трака на Ричи Уест му е продуцирана од Justice League, брат. Сосема друг звук. Добро беше? Не. Лош бит. Тоа е најлошиот Justice League бит што го имам слушнато у живот, брат. Ама муабетот ми беше дека не смееш да си дозволиш ако си хедлайнер на фестивал, на стейдж, твојот опенер да настапува на 40-та минута на твојот настап. Тоа имаш проблем, брат, ти. Или не сакаш да бидеш овде, или не доставуваш за тоа што си платен, брат. Ја така се чувствувам, брат. Се надевам дека вие од организацијски аспект не се чувствувате така, пошто е тоа многу лошо, брат. Као тие контакти треба да останат, брат. Не, брат. Треба да шири контакти за понатака, брат. Нема, Треба брат, тоа. другарите да си ги викне, брат. Треба да направи муавет со Lil Pump, ме разбираш за ова. Треба све тоа да се деси, брат. А он сам и тоа што малку го имал, го уништува уште до толку. Брат, мислам дека на луѓето публика не беше толку ни битно тоа. Тоа е друго. Музика да идеше, Тоа е друго, за мој шутка. бумерски муавет, брат. Им беше јако дека човек оде тука. Да. И онака, како што кажа ти, немавме некакви очекувања и затоа и мислам дека и онака не дека сме разочарани, тоа го очекувавме и битно беше дека помина се да речеме најдобар ред. На крајот се деси една мала фрка кај што едно дете изгуби свест на нашиот стејдж, само што изгасивме музиката. Тоа е на самиот крај. Тоа беше многу шокантен момент за мене и ми извади уште толку Шок за сите, брат. Шок за сите. Шок за како сите. организатор. Ја не знам што да направам, бидејќи едно не бев ја бев само обичен човек кој што е доен на ДФест, не сум дел од организација, немам друга алка, имав Бела кои сите други за 3 дена и као гледам дека се дешава ова, прво слушнав дека девојче паднало и гледам дека никој ништо не реагира, брат. Само круг се направи од околу, брат. Отидов натака, одма ги тргнав луѓето, у тие моменти мораш да даеш воздух, брат, мораш да даеш Тоа е најбитно. простор, брат, за такво нешто и видов дека е усвари дечко, не го знам, не знам кој е. И не знам, имаше тогаш истрчаа веќе луѓе кои што изреагира, го свртеа на страна. Ама у тој момент мораш да бидеш многу сигурен ти како човек што придоеш на таков човек да знаеш што правиш. Точно. Мораш, многу е заебано, имаше луѓе што му даваа вода, не смееш такво нешто.
нека не ви се деси тоа, не знаеш дали е епилепсија, дали е преголтан јазик, што и да е, не смеете вода да му давате по такви само. Свртете го на вакво, пробајте да го свестите боле, измеете му овде, на врат ставите му вода, не му давајте вода да пие, може да се угуши од тоа. Може мускулите да не му работат. И као само мило ми е дека е добро, на крај се свести, стана и дури да стигне после тоа прашавме луѓе од обезбедување и кажаа дека кога стигнал веќе у амбулантата и бил свесен и правил муабет и све. Само ми е мило дека е добро, ме разбираш, тоа е ништо друго не е битно. Да. Шокот што го претрпивме, посебно ти, ја не можам да го израмнам тоа бидејќи ти си видел као се дешава, ти си бил горе на стејџов и гледаш дека се струполува човек, брат. Ја бев во публика и не го гледав тоа. Не видов Ја видов само ја видов видов галамата, брат. Марса пробуеше на микрофон цело време да ја контролира публика, тргнете се дечки на страна, дајте простор, ќе проаѓаме едно друго све. И мило ми е дека луѓе го испочитуваат тоа. Одма се тргна, респект, мора така и ве молам, затоа ви велам. Као шутки е све тоа окей, тоа го имаме зборено претходно, ќе го повторам пак. Тоаш не сте таму за да се повредите. Тоаш е буквално за као ако се туркаш у него, гледај као се туркаш у него. Не му влагај со рамо, не му влагај со лакт. Као има како да го направиш да биде безболно сето тоа. Ме разбираш, и мора да има кодекс на однесување у такви моменти и респект за тоа. Брат, рејжајте. Сум го правил тоа безброј пати. Да имам 18 години, ќе го правам пак кога да нема утре, брат. Сум бил таму, знам како е, ме разбираш. Мора да има однесување, брат. Пошто ја ако влезам у тој рејж, брат, сите дечки има се вкупно 130 кила. Брат, ја имам 120, ме разбираш, ќе ги разбиев. Ама ќе го ама ако влезев без усул. Ама бидејќи знам колку тежам, знам колкав сум и знам со кого сум овде, морам да постапам на друг начин, брат. Нема да земам залет од шанкот. Туку ќе стојаме, ќе оставам они мене да ме туркаат или да ме шуткаат на еден начин за не дај Боже ја да не повредам некого, пошто кој ќе осноси тоа. И овде на пример, можеби искрено не можам да кажам бил на дроги или бил на што и да е. Што и да е, не е ни битно. Битно е само у тој момент да му се укаже помош и да бидеш респектфул, да не му стоиш над глава, туку да се тргнеш и да остаеш на луѓе што знаат што да прават. Тоа е многу битно и мило ми е дека искочи така, мило ми е дека не се деси нешто поише од тоа, мило ми е дека е жив и здрав и не знам, се надевам дека и ќе можат ќе научат луѓе од тоа, брат, да се понашаат, ме разбираш, бидејќи ако се десеше нешто најлошо, тоа ќе беше онака многу огромна трагедија. Не сакам да помислам како би било, брат, како се стресов во тој момент. Тргнав натака, гледам те, барам тебе, тука си гледам веќе, нема зашо да те пипам, брат, ти си веќе тука. Ја трчав 3 пати до билетара и назад, брат. Тоа сам да ти кажам, те гледам, ама те гледам дека си тука, нема зашо да ти велам, Дарко, треба ли нешто? Знам дека ти you're on it, ме разбираш, само ќе ти одземам време. Точно. Само ќе ти оди, остави само Тако бев во текот на целиот ден. И се радам дека ќе ме разбере да си идеше ме сретав ту кампот што на брзинка ве поздравив, ама цело време бев растрачен на секаде од Требаше да дојдете на Браво Stage после тоа. Да, е тоа, мислам дека така треба да завршиме и оваа сезона и оваа епизода, брат. Заврши се помина во најдобар ред, се прибравме, отидовме на after party на Браво Stage, тука кај Зерото. Се набивме по едно пиво, се набивме второ пиво, трето пиво, четврто пиво, луѓе, пето пиво, шесто пиво, да продолжим. Да, не можеш да продолжиш, не ни знаеме после. Ја направив најголемата сметка на Браво Stage, може да се пофалам со тоа. И имам таа титула за последниот ден на Браво Stage. Тахте картичката Марса што вели. Танте или тахте, тоа беше цел викенд. Еве танте, еве. Танте. Шараут танте. Брат, после дојде логин, на 7 сабајле више беше разденето, со целая пасворд екипа беа таму, логин почна неколку гајби пиво, пиен муабет правевме, се смеевме, ме праша баш дали... Преубаво беше, бе, брат. Дали знам што значи танте, танте значи за старомакедонски нешто како размена, картичка за размена. Вика, знаеш што значи танте? Викам не. И ми објаснува, вика, праша мајка ти знае. Така да вика, сакам да го поврземе традиционалното со модерното, да му дајме ново значење на зборот танте. Се си има причина зашо е така. Шаро до цела екипа што остана со нас до крај на тој стејдж на плажата во езерото, сите што се бањаа, сите што седаа тука, сите што после дојдоа со нас до
до фуктак да јадеме и онака цела екипа, цела Ја наша не стигнав екипа. до фуктак, не можев да издржам до фуктак, брат. Не цела, иде. значи преака дружба се деси, мислам дека онака цел тој напон што ми беше собран цел ден, цел викенд. Се искочи таму. Се искочи, се опуштив скрос и целата атмосфера беше многу позитивна и многу весела и многу баш фестивалска. Ептан. И не беше Брат. ни битна ни музиката беше одлична, шара до Отидовме. DJ Драги, човекот кој направи одличен сет, Да, отидовме цело таму. сабајле. Отидовме таму, беше мрак темница, беше 3:30, 3:40, средивме све, оставивме опрема, се организиравме кој сака да иде, сака лафтер да тера, сака ово и сака. Ја и Дарко знаевме дека сакаме пиво да пиеме Да. и да идеме на музика и убаво да си пројдеме онака. Биело дуг ме вртеше кога отидовме, топ си седнавме на дзиче, пивце едно друго. Ја ти и даме бевме на почеток, други луѓе дојдоа одма. Си дочекавме изгреј сонце. Не пекна онака као од ноќ доживеавме да луѓе бараат онака и да стрепаат за наочари за сонце. И све тоа, брат, као преубаво беше, луѓе муабет праење, некои попијани од другите. Секој на што сака да си биде тоа Цело, негово си е, да, апсолутно, никој ништо не суди, брат, си прават муабет овде луѓе си до. Музиката не беше пресилна, туку беше онака таман, за да можеш и муабет да си правиш и да играш цело време. И као музиката беше најразновидна, брат. Све и свашта слушавме у еден у рок од 4-5 сати и као не ти смета тоа, брат. Си Воопшто баш играш. ти прија. Да, баш ти прија, брат, од Горилас до српска музика, ме разбираш, као Апла имаше све. До реге. Све од Се тоа. имаше, мене Све од тоа. два хайлайти од целата Random Music Generator. 3 хайлайт имам од тоа сабајле, ме густа сту од Ману Чао, Добро. Feel Good Inc од Gorillaz, тоа Yes, sir. песнавме сите, и Оптимистка од Super Hicks. Она луѓе лудува, Yes, sir. Леле брат, каква песна за Тоа? тој момент кога ја пуштија, Да, не, бе, брат. онака у срце ме погоди ептам. Тоа, брат. Па тие за тие безвременски траки, бе, брат, без разлик супер хикси се на крај, брат, ме разбираш како. Ќе те удри тоа у 8 саат сабајле, нормално е, брат. На плажа си дојране, брат. Заврши фестивалот, успешно заврши, тоа е тоа. Да, дедево си дое овде со столче, си пушти трска, сакаше да риболови. Луѓе му го сквернаваа, тоа се помести малку подело 15 Ама метри зашто се подолу. намести точно кај што бевме ние, брат. Тоа му е местото, таму фаќа бе брат, таму е крапот бе брат. Не знаете вие да Па ти не има. знаеме, ние Човеков сме иде сти- 15 години Да, на истото место точно. риболови. Точно, и сега и ние тука на И нормално. тука му доаѓаш, ти Сме му се евеш собрале, рад. пиво сме пиеле Пиво тука, пие, да. да ти текне пола луѓе боси онака, 3 дена поред нема. Тоа е брат. Ама беше топ, цело беше топ. Ја не знам, си отидов некаде на кој 8 саат, онака три пати тргнав и се вратив назад, уште по едно. И као, не знам, 8 саат веќе беше, пошто требаше да тргнам на 11:30, за на краја се вратам и со Марса зборевме до 9:40, брат. Не спиеше, ти, да? Воопшто, дома се вратив. Среќа не требаше да идам на работа, 4th of July, едно друго, day off. God bless America. God bless America, дефинитивно, брат. И као Марса ми вика, идеме у жар, брат. И отидовме у жар. Секоја чест. И тоа е понеделнички. Секоја чест. И така и заврши, се прибрав дома, еден туш онака, мислам дека кога се истуширав падна све од мене, као џабе се туширав у дојран, немаше никаква смисла туширање, брат. Без врска беше тоа, без џабе се тушираш, брат. Исто се осеќаш после тоа. Дома отидов, се истуширав и мислам дека падна све од мене, и онака само легнав у кревет и си викам, окей. Сега е време за декомпресирање на сево ова. Као све што се деси, сите искуства, сите поздрави со луѓе, сите муабети направени, сите пива испиени, сите джин тоници, сите води испиени, као све тоа сега нека легна само, брат. Заспав и као утре кога се разбудив нос човек, тоа беше и ми Тоа е требаше тоа, брат. дефинитивно, брат. Одамна го немам направено тоа и ми требаше тоа дефинитивно. Тоа е тоа исто да ни се деси нас, ние кога се вративме понеделникот вечерта, отидовме директно да играме фудбал, изигравме фудбал. Ненормални сте вие, брат. Не брат, супер дојде, изигравме фудбал. Истото ми се деси, си легнав, се наспав, спиев 11-12 сати. Станав стабајлето и бевме после тоа трнавме да га струга одма, така да уште го немам скроз декомпресирано што викаш ти, уште немам ни постирано ни слики од нашиот стечки, и ќе го направам тоа после подкастов, ама се на се мислам дека заврши одлично и мислам дека беше добра пробата, огромна благодарност за сите што дојде уште еднаш на цел да фестивал во името на Пасворд, ќе го кажам тоа, на нашиот стејдж во неделата, Lake Awake, Feel the Shake, во организација на Шршац, хостирано од Шршац, заедно со Пасворд. Огромна благодарност до нашата екипа, цела екипа, почнувајќи од Паншо, Даме, Оги се разбира, јас, Денис, Давид кој снимаше, Дади, Праска, Марса, цел ентураж, Трајче, цела Штипланта, цела
Флудер, сите тонци, Шаралто Нино Флудер. Брат, сакаш да влезеш у бекстейдж? Значи, шарал за цела екипа, сите луѓе кои дојдоа во публика, сите артисти кои настапија, Елон, Баша, Smoke Purps, сите нивни екипи, Гоце Сос, екипата од Red Bull. Апсолутно. Сите буквално сите екипи, екипите од Филип Морис, екипите, сите вработени, Мартин Бас Инфузија, сите што ги видовме, сите фанови, сите луѓе кои дојдоа и тие што направија добри работи, тие што направија глупости, шаро до сите, огромна благодарност до сите вас од мене и од нашата екипа и се надам дека се гледаме пак на следен фестивал, на следни дешавки. Stay tuned, за некој ден објавуваме план за шейк турнејата која се предстои ова лето, така да следете го профилот на Шаршаз да знаете повеќе за ова. Не завршуваме овде. Кидем уште малце. Се надевам ако стигнавте до овде ќе имате уште некои 10-15 минути до двојка. Шо? Чекај малце. Чекај. Планови за лето? Како иде? Што до следна епизода? До следна епизода до трета сезона? Да. Оф, брат. Има некои прелиминарни планови? Вака, планот е да ја објавиме шейк турнејата кај да е. Шейк турнејата ќе има 7 града минимум низ цела Македонија, кај што ќе патуваме ова основната шейк екипа заедно со локална поддршка. Тоа ќе го објавиме кај да е, stay tuned. Искрен ќе бидам, букирани сме цел јули, цел август, викенди, плюс и некои други свирки. Ќе бидеме низ цела Македонија, Охрид, околината, Битола, Струга, се надевам таму на секаде таму во југот ќе има интересни моменти. Чекам информации, уште нема за скопските ноќни клубови, најверојатно нема ни да има ништо оваа сезона, више и прекасно, можеби конкретна сезоната ќе видиме. Нереално, брат. Ќе видиме што ќе биде тоа. Сепак имаме работа, ќе биде добро, имаме исполната сезона сигурно. Бар зборам за јули, за август и почеток на септември ќе биде топ, ќе биде испунето. Така. Планирам лично да пробам да се одржавам колку што можам со трчање, со целиот лайфстайл, колку што можам да идам поише у куќата у Охрид, у Љубаништа, да бегам од Скопје бидејќи не ми прија баш топлото и целата таа енергија. И мислам дека ќе го правам тоа почесто, ќе направиме една дружба, ќе правиме Охрид шейк, ќе направиме една дружба и пред и после Охрид шейк кај мене у куќа, што нешто како неформална традиција. И тоа, брат, искрено ќе слушам музика, ќе пробувам да ги одржавам плейлистиве колку што можам у Intact, посебно на пример таа екзотика плейлистата и Song of the Day, Така. кои ги одржавам често и ништо, брат, ако искочи нешто нова музика да се собереме да направиме некој видео пак. Лани сакавме да направиме еден линкап, не го направивме лани, мислам дека летоа нема да го направиме, али тоа ќе оставиме за трета сезона. Да направиме еден линкап во живо, ќе бидеме активни на Discord. Цело време. И тоа е тоа. Тебе што ти се планови? Кој што кажа, многу поздрав живот пред се. Мислам дека сега ми е момент за да може да се стабилизирам, онака да искочам од тоа, да пробам да најдам време за све тоа што сакам да го направам, што не можев претходно. И од друга страна, онака се спремам за одмори едно друго. Реков дека ако се погоди Љубаништа, може да ти се придружам некогаш. Ама во поглед на одмори, идење, плажи едно друго, не знам. Како и да е, резервирав летови као за ќе си иде Берлин, сакам да видам неколку артисти кои што ги испуштив веќе неколку пати. Што ги гледаш? Па вчера ти зборев, имам глупа прича за тоа, брат. Сакав и имав план да гледам Navy Blue, Фреди Гибс, Аполо Браун, Зек Фокс. И на крај искочи дека Navy Blue не е Navy Blue раперот кој што го слушам ја, туку е Navy Blue некој си онака танчери кои што се балетани или не знам што. И као нема да идам на Navy Blue, ама ќе идам на Фреди Гибс, ќе го гледам за месец и пол. Ќе го гледам Фреди Гибс конечно, ќе го гледам Зек Фокс, ќе го гледам. Имам шанса да ги гледам Аполо Браун, кој што е легендарен Детройт продуцент, кој што го има продуцирано еден од моите онака омилени underground албуми воопшто од 2010-тите. И имам шанса да ја гледам Принцес Нокија, кој што исто така еден добар женски артист и мислам дека најверојатно и кидам бидејќи се уште немам идено на женски артисти као за искуство, зашо не ни знам нешто премногу, имам слушано ствари од Принцес Нокија, немам слушано доволно, ама мислам дека имам доволно време за да
за да го направам тоа. И као ми треба тоа. Мислам дека ми треба концерт соло, бидејќи као окей, фестивали се топ, ама Различно е. различно е, сосема е друго искуството. Сакам мрч да си купам од Фреди по 6 пат и као сакам да го направам тоа. Имам многу ствари кои што ги испуштив. Го испуштив и Фреди на еден момент и буквално онака сега е шанса да пак да идам. Успеав да најдам карти. Тоа е за летото и као општо да работам на себе, да работиме на се во ова измеѓу ова пауза, да овој краток хијатус да направи да се потрудиме да направиме некој кетчап, дали преку видео, дали преку нешто за новата музика што ќе излегува, да слушам се поише и поише нова музика дефинитивно, да дознам нови артисти апсолутно. Ја мислам дека нема да слушам толку нова музика искрено. И као, не брат, ја знаеш како на мене ми е подесено, као многу ми е лесно, се easy accessible ми е брат. Као Spotify ми е све, кликам на тоа звончето и стварно ми искача све и свашта тоа што сакам ја да слушнам, ама онака као ќе видиме, има многу време, кој што кажа Шейк, настапите се тука, може да се направи некоја добра дружба, екипа да е секако овде. И мислам дека ќе се искористи ова лето добро, онака позитивно да прија на тоа што сакаме да го правиме брат, као ќе ни даде време и ние да издишеме од ова. Ама на крајот на денот пак ќе бидеме овде, пак ќе бидеме на Discord, пак ќе бидеме достапни за сите, пак ќе сме достапни на Instagram да ни пишете и да побарате било какво мислење за што и да е. И тука сме за муабет и за дружба секогаш брат. Така е брат, се слагам. Мислам дека као со оглед на све, мислам дека кажавме доста, можеби не кажавме све, ама кажавме доста. На последна епизода знам, поише беше онака laid back, зборење чисто, импресии, све знам дека не кажавме многу онака као некои лични, персонални, битни ствари, кој знае што. Ама мислам дека одличен завршеток. Се слагам ја. За трета сезона, онака бидејќи друга енергија носеше овој подкаст. Оваа сезона донесе друга енергија, каде што имаше и смење, имаше по неформално зборење и све тоа, као неформален јазик и све тоа. И мислам дека тоа и ни даде нас онака за да си дозволиме да биде вака, да го тераме како што сакаме. И чисто да седнеме и да направиме муабет као што све направивме во овие 30 недели, како се чувствуваме за сето тоа, како се чувствуваме за луѓето кои што биле тука сите тие 30 недели со нас и поише уствари и сето тоа да пробаме да го стокнеме онака како да го рационализираме ние и да го реципруираме и да го искажеме брат на еден начин. Мислам дека успеавме. Можеби не е ептено онака дип, ама е искрено од нас како се чувствуваме ние брат. Брат, од душа и секогаш е тоа. Да, апсолутно. И заради тоа е многу битно дека као ДФС го врза сето тоа. Тоа е најдобриот момент. А не беше намерно. Не беше намерно, као едноставно тоа доаѓаше природно, доаѓаше да бидат тајга и после ДФест да бидат едно по друго и као окей, така правиме. И мислам дека ДФест беше одличниот завршеток, као посебно и браво стејџот на крај и све тоа. Целата дружба, да. Комплетираше моментот за да дојдеме сега ние овде на овој кауч и да збориме за како си пројдовме, бидејќи како си пројдовме на ДФест, во голем дел енергијата, љубовта беше и како си пројдовме цела година овде на Пандамониум, брат. Се слагам. Така да, огромно благодарност, дечки. Фала ви најмногу од се срце. Исто и од мене, фала на сите што не гледавте и оваа измината сезона. Фала на сите што сте дел од Pandemonium Community, што се постојано на Discord, што ни пишувате коментари, што не слушате, што не гледате на YouTube, на Spotify. И се надеваме дека ви се допаѓа, се надеваме дека ќе се дружиме, ќе се гледаме уживо летово и дека ќе останеме ни активни на Discord, ќе останеме можеби активни на социјални мрежи, ќе останеме, можеби ќе направиме некој видео, ако искочи нешто што мора да се коментира, сигурно ќе спомнеме тоа. И се гледаме уживо пред се, тоа е битно, лето е, дојдете да се дружиме, дружете се вие меѓу вас, патувајте, искористете ги сите можности кои ги нуди летото, уживајте во животот и се гледаме пак во ваков формат или во некој друг формат, во некој друг сетинг. Здравје, трета сезона. Јас се одјавам од втората сезона на Pandemonium радио шоу. Фала ви многу. Поздрав од мене. Ве сакаме. Чао, чао. Сакаме многу. Чао.